Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Баско Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи онете некаде околу 2 часа и вие јас имаме право да знаеме вистината. Ова е емисијата во Центар на YouTube. Ова е вториот дел на интервјуто со Тома Аврамски. Ако ви се допадна првиот дел, да ми верувате дека вториот дел е многу подобар дел од интервјуто со Тома Аврамски. Разговараме за атентатот на Киро Глигоров, амбиентот кој е создаден за атентатот на Киро Глигоров, врските на Мултигруп, врските на КОС или на военото разузнавање во Србија, кои се играчите, кои се оперативците кои во името на Мултигруп и во името на КОС се присутни тука во Република Македонија и кои можеби учествувале во атентатот на Киро Глигоров. Пред да го погледнете вториот дел на интервјуто, стиснете лайк, стиснете subscribe на YouTube каналот Васко Ефтов. Останете со нас и уживајте во интервјуто. Тома Аврамски, втор дел на интервјуто. Атентат на Киро Глигоров, длабока држава, како функционира? Како се прави длабока држава и како функционира? Една или повеќе, како? Вие мислите, има една или повеќе длабоки држави? Па една е зашто сите прелетаа. Највеќе прелетачи во политичкиот живот на една држава се во Македонија. Овие бегаа од ВМРО во народна, овие од народна во забавна. Ово од СДС оди во ВМРО, зависи овој рода со оној рода со другиот. Значи сите се летачи. Важно да се на функција. На власт и на функција. Томо, рековте така завршивме претходната емисија, дека сте работеле за длабока држава, но не тука, туку горе. Да. Веројатно мислите на Србија. На Србија. На Така. Србија или на СФР Југославија? На Југославија, поточно. И на Југославија и на Србија, оти заврших со Србија. Една средба пред смртта на Велибор Џаровски Џаро, нели кога снимавме интервјуто со Велибор Џаровски Џаро, тој вас бе викаше савезни. Сите бевме савезни. И Жејко, и Власта Петровиќ, и јас. Значи вие бевте сојузна удба, ајде да речеме. Кажи и Слободан Костовски тука и он беше савезни. Удба или КОС? За кого? За која структура? ДБ, државна безбедност. За ДБ? Да, не е КОС. Кога речете ДБ, мислите на удба, сојузна удба. Фрањо Херлевич, Стане Доланц, значи таа екипа. Таа екипа. Мустач. Здравко Мустач, да, Јосип Перковиќ беше хрватска, Кај мене бил во Брисел. Во хотел. Дојде со чичко ми да ме убедува да не се бркам во македонските организации, од не мога да си доодам в Македонија. Томо, сите тие беа југословени или беа националисти? Говорам за тие што беа... Сите си од нив влечеаше за нивните држави. Стане Доланц, да речеме, Здравко Мустач. Желко Разнатојч Аркан, например. Аркан си е прав србин за Црне Горе, пошто. Например? Мајка му на Жеко е црногорка од Косово. Например, за Дарко Ашани. Да, Црногорец чист. Еден од големите, го велат официр беше на Дарко. Последниот Тито војник. Така, значи, сите интервјуа наслови се дека тој е последниот Тито војник и најсилен играч на подземјето. Работел за ДБ и бил убиен од снајпер. Во сите овие атентати снајпер. Он убие с Калашников. Снајперот бил Калашников. Не е бил како овој на Џиџич, не е бил како овој на Илија Павлов. Се е тоа поврзано. Ако не, снајпер еден и друг метак, а Калашников и друг метак, да знаеш. Се е тоа поврзано. Сакам денот кога го убиваа. Јас на Дарко му возех стакло, тој беше увозник на огледала и на најскапото стакло е Сан-Гобен од Белгија. И моите камиони, дел од моите камиони му возеаше. Месечно му правех 3 до 4 тури. Нешто воза за друго, враќам стакло. И дента кога го убијам, јас бех во Париз. Канцеларија имах на Момарт, таму сите одат. На Момарт? Да, таму. Да. Од таму јас после отидов до болница. И имах 4 секретарки, тоа да знаеш. 4 работев, 4 лични секретарки и само они се со мене во тој дел. Друг нема. И заглавите со длабока држава. Таму живот имавте, секретарки 4, Момартар, па Париз, па Ален Делон, па Стевица. И тука се вративте. Јас да ми извори Србија превоз фирмата. Пошто и бев даен на неа 10 камиона, она да ги води. Тома, како ви беа фирмите?
една фирма како Не кровна. секоја посебно. Значи секој бизнис посебна фирма си. Посебно нема блокирани сметки. Таа ако е блокирана, другите не се. Си работа, Работиш така? нормално. Со свој менеджмент, со своји директори, со секретарки, со Јас си со вода сметка со се. Јас сум Добро. си газда, а сега имам помошници и шефови. Директор не сам имал во мојата фирма, не давах. Значи не се прелева долговите од една на втора на Не, трета, не. туку таа што не Оди работи, не бива, затвараме. ја Отвараме сечите, правите нова, добро. нова. И тогаш му бег до Карал Роба и јас да требаше да плати 4 тури дошеше. И она тој ден пред тоа се јави и рече, звала сам га и рекол ми да доđem поподне. Говориме за Дарко Ашани. За Дарко Ашани, значи за вилата на дедиќ. Може ли јас само да објаснам зошто го спомнуваме Дарко Ашани? Добро. Поранешен висок функционер во Македонското министерство за внатрешни работи, некаде октомври месец излезе на Телма со едно интервју каде што објаснуваше делови на атентатот на Киро Глигоров. Според неговото мислење, фотороботот кој беше пласиран во македонската јавност одговара на фотороботот на Дарко Ашани. И оттамо приказната за Дарко Ашани се вклучи во приказната за атентатот на Киро Глигоров. Сега ние говориме за Дарко Ашани, па на крај ќе ве прашам дали вие мислите дека Значи дека јас бил Дарко Ашани. одговорно тврдам, јас го Ашани лично познавах, ти ми е бил пријател и другар. Он и Аркан коцка, а јас сам на масата играа двојка, брвут. И губи 250.000 марки. Кој? Желко. Ржнатој Чаркан. Не беше Аркан тогај. Желко Ржнатовиќ. Аркан е он после 90-та. Тоа е пред 90-та. Значи губи 250.000 марки. Марки. Од кого? Од Дарко Од Ашани. Ашан, играа тука в сладкарницата, кај Желко. И он ми вика, имаш пари, кучи, викам, имам нешто ситно, од јас пари не чувам дома, никаш. Пари на банка или на картички. Иди ми донеси. Викам, не е много, те 40.000 имах. Ама викам, ќе ода утре на пат, за Германија дода. Донеси све и дачу ти ја пари за пут. Добро, јас си ода дома. Тој чека. Пази колку сум јас бил близок с нив. Вие кај живеете? На Нови На Белград? Нови Белград, јас вил. Нови Белград или во центар на... Не, никаш не сам живеал на булевар. Сте го купиле станот од смоје, значи, но нешто... 6 канцеларии са тоа. Значи таму Вие цело време на Нови Белград живеете? Цело време. Добро, На булеварот не сум спил една вечер. добро. И јас се одам дома и 40.000 марки зимали. Дома слик само 500 марки, ќе си извада утре банка, имам сметки. И му и носа. И се обрна играта. И Аркан му и зима си ги враќа парите, Жеко. И са игра, Дарко му тера пари на заем, не е он никакви коцкарес. И тој му дава. И он вика вака, ја ти пари, пак му ги зима. Победува го. Ево, и само му бара, дај ми още 20.000. И он вика, ево ти. Вика овако сада, ако ти узмем, не играмо више. Сутра. Наđи паре, нема више узаем. И му ги зима. Победува Жилко. Да, зима ги тие 20.000. И тој му вика, диси фер, дај još 20. И он вика, ја тека, дачу ти. Овако, на 20.000 ти играм, ако те победим, ако ти узмем, стави ćeš све огледала у сластичарници. Сите цидови беа огледала после, да знаеш тоа. Ето, цела сладкарница огледала беше. Сладкарницата на Аркан, На Жилко. Ари. Да. И тој изгуби и многу после една недела дојде и ја постави цела во огледала. А вие, значи, тоа стакло го купувате, го носите? Он јас му на него довезувам, он си купува, има хала, он имаше хали, кај крој стаклото. Колку? фирма. 4 камиони му носите? Месечно му носи толку стакло, огледала 4 шлепера. Редовно од Санкомен. И што Најквалитетно стакло е тоа, да знаеш. најквалитетно? Најдобар е Значи во Санкомен. сладкарата на Жилко Рзнатој тогаш не е Аркан, најквалитетно стакло става... После за куќата на Желко. Стаклото се што е блиндирано. Сите прозорци се блиндирани. Сите прозорци. Се од Белгија, од Санкомен. Пошто јас имах контакт таму.
Поредашани, нели ода зимам роба. Не поминува куршум, не може. Не. Од што штитат, например, И куршум од пушка? 7,62. 7,62. Да. И колку е цената тоа? 7,9. Е многу скапо, тоа е од регуларно, зависи која дебелина е. И која заштита е. Скапо е многу. Едно нормално стакло, ако да кажеме 100 марки, тоа е 1000. Може повеќе. Дрганашанин е со потекло од Босна и Херцеговина. Добро, син на војно лице. Син на војно лице. Коликата Мислам дека во Јајце, Да, нека. ако не се лажам, роден, но роднина на Павле Булатовиќ. Ујак му е. Војко му е. Павле Булатовиќ е министар војни или министар на одбрана. Убиен Во тогашна СР Југославија. Југославија и убиен Некаде на стадионот на Рат. Не, јас знам точно. Стадионот на Рат. Зашто? Кога јасна ми се јавува, следи добро. Она дрхти на телефона и јас и викам... Секретарката ваша? Да. Во Бело. Не, она е Србија превоз фирма, ама јас сам им дал моите камиони кај нив. И они работат на провизија, на процент. Добро. 10 камиона сам им дал. На Они Србија. ги товара, они нодат тури, се, јас ништо. Добро. Они на мен чисти пари дава. Значи за тие 10 Реализација, пример, има 10.000 марки, они 1000 си задржува за Србија превоз. 9 ви дават вас. 9 на мојата фирма. Јас од тоа давам пари за плати, гориво, трошко и се тоа. Значи камионите, гориво, трошоци, плати, Се- се е на ваша. Се ема си мој. На них само 10% давам од реализација. И јас викам, шта ти е бре, шта дрхтиш, да те ние викам увредил, пошто ние такав, ма ние каже, сад сам куќи, тресе се, сват дрхтим, упалила сам телевизор и доле иде, каже кадрон, и каже, убили су Ашарира. И на мен телефонот ми падна од рака. Викам, што причаш бре? Да, вика, каже, ево сад иде. Иде, каже, још иде, кадрон. Кај доле. На вешти. Чекува ме, каже, овој неки таму будала да напустим, па су го убили. Могу и мене да ме убие. А ја кога сам од нега излазила, рекоа ми е да виши не може дуго да остане, не ми понудил ни кафу ни ништа, пошто чека Павле Булатовиќ да дојде. Негов ујак кој е бил тада министар одбрана. Значи ние го губиват на 30 јуни 98 година. Да. Значи 30 јуни 98 Да. година. Утакмица е гледал не веднаш Аргентина и Хрватска, мисля. Аргентина и Хрватска или Аргентина Не, не. Холандија, како што Дека пишат нешто, не српските, како што пишува Холандија и Аргентина. Не знам, гледал утакмица. И го е чекал Павле Булатовиќ, министер на одбрана, да гледаа заедно. Тамо кај што живеел имал кафич. Да. Легат ли, лагат. Не, лав. Лав ли се вика? Добро, значи така нешто. Ама тоа е дискотека, клуб. Клуб негов што е. Клуб, негово е. Тука е. Тука го убиват. И го убива, од градината го убива, дворима. Има две верзии. Едната дека е убиен Ај. со Калашников, што е каже. Снайпер Калашников. Каков е тој снайпер? Па, по балистиката се знае зрното. Различен од Калашников? Па да, 7.62 и Калашниково се користи. Добро. Оние снайпери са 7.9, 5.5, зависи кој е. Не се разбираме. Значи, Калашников снайпер Да. има, така? И Калашников... Павле Булатовиќ убиен, ама не со снайпер, него с Рафал Калашников. Калашников. Значи, тоа е што ги убил них. Он е бележил со Калашников. Значи ги одбележува како територија. Да, дубока држава. Вела дека истрагата околу убиството на Дарко Ашанин е забошотена, Забушодена тотално. ставена на страна и така. Замрздена, дубоко замрзнување. Значи, 7-8 месеци после тоа почна на тоа бомбардирање, па на 5 октомври 2000 година, значи некаде околу 2 години, 2-3 месеци е падот на Слободан Милошевиќ, а некаде година и 5-6 месеци е убиството на Желко Ренатовиќ Арка. Значи, во краток период. Пази, после убиени Павле Булатовиќ, го следи. Павле Булатовиќ е од Црна Гора Војко и е главен противник на Мило Ѓукановиќ. Да. И тука и проблем настанува. Пошто Мило Ѓукановиќ и Павле Булатовиќ се караа. Затоа што Павле Булатовиќ е крилото на Момир Булатовиќ. Значи, за Црна Гора со Слободан Милошевиќ. Српска Црна Гора. Српска. Добро. И Мило почува да му прети на овој. И овој му вика, немој да ме љутиш, jer јас сам министар одбране. Да ти не потопим све глисере што шверцуеш цигаре. Оти он е војската, морнарицата е при него. Ке пушти Се, два готово. авиони, ке му ги потопи Нема авион, бродо. бродот.
И одеа цигарите и глисерето на дното Како во овој скобор. иранскиот И тука се караше. брод И сега во Шри ден Ланка. денеска се сумња. Оти тоа е црногорска работа. Дека Дарко Ашанин така убија. И Дарко дубока држава овој следи И Павле и Булатов. Павле Булатовиќ. Добро. Сега значи да е разработена приказната за наши македонски услови. Ќе дојдеме ни. Велат дека Дарко Ашанин, Добро. иако има повеќе шпекулации, една од шпекулациите дека Дарко Ашанин во хотел Хајат го убива Кнеле. Александар Кнежевиќ Кнеле. Не, он му отвара вратата. Велат има повеќе, едната од шпекулациите е дека го убива Он не го убива. Дарко Ашанин. Он му оди и му звони Кнеле му отвара. Затоа што Кнеле беше украл колата на Мицибуши Паджеро и Ролекс Лачен Не, саат. он украдува Toyota Chrysler црвена, аз го знам и джипо. Добро? Дечкото беше зет на Ченто, на Раде Чардаловиќ. Ченто. И Кнеле му зима и Саато Ролексо и джипо нова Toyota. Toyota или Паджеро, не е важно. Не, Toyota. Chrysler Toyota 1000%. Добро, добро, Германски таблици. добро. И му зима и Саато, попис му прави. А мој дечкото не искал да се пука, пошто Хајат е тоа, он се јавува на Раде. И после 10 минути, аз не знам што се е дешавало, Раде ми се јавува на мене, вика, де си, викам, сад ќе ода на сладкарницата. Каже, каде Желко, викам, ќе ода на там сам тргнал. Викам, дома сам и ќе искачам. Ај, види му се, вика, горе, тама ни јас за таму. И Раде ништо не ми кажува. Доаѓам јас во сладкарницата, седиме јас, он и Желко. И тука беше еден наш друг човек, Љубинко се вика. Желко му рече на Љубинко, ај, не си ти за тука да слушаш, не те тресе тоа. И човекот си стана и си замина. И Раде вика, убичу ga, мамо му, јебем, облячко мизета. Ко Кнеле? И јас на Желко викам, што ти рекох? Он беше тргнал мен да ме рекетира. Кнеле. Да. Ама јас бех на Копоник тогај. Па си дојдов, па имах с него повуци потегли. И тука ние смирихме топката од и Тајсон мој се умеша, моја екипа. И Кнеле избега од мене. И му рекох, ако дојдеш Сава центар, убичу те. Немој више да долазиш. Убиен си. И тачно да ти кажа, ако дојдеш, ќе го убихме. Веќе јас си поставил бех луѓе да го убијат, не да те милуваат. И ние с него тука расчистивме. Јас му викам сега на Желко, викам, гледај он на мен што ми прави. Ова са што го прави на Чентово зет. Второ викам, Кертес искаше да се јави, не иска, на ме ми кажа. На Кертес му е одил дома, а му тера 10.000 марки. И тој морал да му даде се и се што имал дома. Директорот на Царина. Царина. Михаил Кертес. Него го викам, рекетира, ние не може да работиме. Дај да го очистиме. И он вика, знаеш ко може стаклар. Кој бе стаклар? Каже, огледала. Викам, да бе. И Желко вика, он е добар с него. Дарко Ашанин. Да. И он вика, само може на него да му отвори хајат. Ото не отвара на никој. Седи горе, исплашен е, се крие. Да. Крие се, не, он се отвара на никој. Ама вика, знаеш шо вика, некоја женска имало и му била слаба тачка на Кнеле. Ај, боја, поаро ние го викнеме Ашанин и да го одрадимо. Викам, правите што искате. Јас морам да ода, си имам во врски, и они го направува тоа што ти го зборам. Дарко оди и му звони на 331 на вратата. Соба у Хајат. Он отвара, од го видео тие он, и погласове питал кој е. Ама он не го убива. Некој човек е бивало со Дарко да го убие. Дарко не е имал храброст да го убие. Били се блиски. И користат се сегаш друг. Не пукаш ти. Има втора варијанта. Ако. Не Дека верувам. Александар Кнежевиќ или Кнеле, а сите се Кнеле овие нашиве
надобудни деца кои сака да глумат земјонски клан, Белград, 90-тите години, го рекетирал. Па дури го киднапирал Газда Језда, а Газда Језда Југоскандик, која е многу битна за приказната со мултигрупи и со атентатот на Киро Глигоров, е близок со Дарко Ашанин. И дека врз база на тоа Дарко Ашанин го ликвидира Александар Кнежич Кнеле. Добро да расчистиме. Газда Језда е единствено рекетиран од Бранислав Лаиновиќ Дуки. И му киднапираа жена му. На Газда Језда? Да. Добро. Тоа е истина. Тој, ќе го спомниме... Долорес е во игра, швалерката на Дуги. На Дуги. И така го наместува Газда Језда до одјести. Значи, ајде да заклучиме. Дарко Ашанин според вас, според кажување на Доревски се вика... Он е човек на државна безбедност на Југославија. На Југославија. Учествува во екзекуцијата заедно со Драшковиќ на Енвер Хадри. Веселин Вуковиќ, Андреја Драшковиќ. Да. И Јуса Булич бил таму tukајте. Јуса Булич не го има во судските документи. Го нема во судските документи. Има Веселин Вукотич, Андрија Драшковиќ, Андрија Лаконич и Дарко Ашанин. Да, ама он е шофер. Андрија Лаконич е убиен во Нана. Во дискотеката Нана, кога се кара со Веселин Вукотич и Дарко Ашанин. Веско пука на него. Со помош на длабоката држава... А Дарко презима. Со помош на длабоката држава, Веселин Веско Вукотич напушта територијата на Србија, на Белград. И после живееше во Нови Сад, од саморил дома. Се враќа во Нови Сад. Значи, чисто да објасниме како функционира... Монсена Наталија Рода. На која Наталија? На Жеко жена му. Разнатојч? Да. Значи, тие жените си ги дават меѓу себе. Не си ги дават. Рода се. Рода, да. Каква рода, слушаме? Така. Туа жените са дами. Тамо. Други нема жени дами. Тоа го знаеш од мене. В мафијата владее закон. Чуѓа жена на другар не смееш да ја погледнеш. Она ти е сестра. Ако погледнеш... Ојде готов патник си. 2 метри под земја. Дупката си. Значи, вие смета дека... Ние со жените си одехме с чужите на одмор и не смееш да ја гледаш кај на бикини, бегаш там под стрејата. Дарко Ашанин, дали според вас е човекот кој го врши атентатот на Киро Глигоров? Не. Одговорно, 1000%. Зад атентатот на Киро Глигоров стои екипата Пера Опечич, Бранислав Лаиновиќ Дуги. Добро. 100%. Тоа ме следното. Зошто? Тоа ме следното прашање. Меѓутоа, пред да дојдам до тоа, може ли мало до објаснување? Гледате, сите тие штрапнели, како се прават бомби, начинот... Гелери, бомба се вика гелери. Направи, нели? Знам ја што е тоа. Зато песок се барало, зато се барало, не знам, железо се барало, не знам, метали и така натаму. Океј. Тоа е модел на функционирање на легија на странци. Вие рековте дека овие обвинувања во оваа книга дека се неточни, дека вие не сте биле дел на легија на странци. Де сум бил? Ниту сте работеле за ДСТ, односно француската тајна служба. Јас сум пензионер, примам пензија, кога сум работел че имам од них пензија. И дека всушност во оваа книга намерно војното контрразузнавање сака да ве замени со Југослав Петрушич. Да, и го прави тоа. Да му се светат и на него и на мене. Добро. Југослав Петрушич во првите интервју што ги правам со него, публиката не коди, тоа се интервју 2012 година во едно или во две продолженија, кажува дека тој бил сослушуван во врска со атентатот на Киро Глигоров. 1 година притвор беше. Не. Тоа е друго, тоа е в Србија. Со Србија. Но, извини. Со Киро Глигоров. Дека бил во Скопје. Спиел во хотел. Спиел во хотелот. Да. Значи самиот кажува. Самиот кажува. И на мен ми кажа. Самата бомба што е направена личи на начинот на делување и направење на бомби. Метода на легијата на странци такви бомби прави. Да. Вие го знаете Југослав Петрушич? Најдобро го познавам Југо. Му дадов гаранција да добие француски документи. Плюс сте платиле 10.000 франци. И адвокат да го пушти од затвор. И после тоа... Коли му дава? И после завршува во легија на странци. После како го пушти од затвор? Можно ли е Петрушич да учествувал во правење на бомбата? За оваа екипа на Пера Опачич, на Дуги Лаиновиќ и така натаму? Не верувам. Знаеш зошто? Говореше пушки, некој снајпери носел во Скопје. Тоа е друго. Понудувал. Он и продал пушките. Со луѓе во Министерство за одбрана. Тоа е истина. Бучковски во време на така. конфликт он има продадено црни стрели, пушките сите. Он ги има продадено. Тој ги има продадено.
Добро. Меѓутоа не смета дека учествувал во Не, во атентатот на Киро Григоров, он е случајно тука бил. Спил во Бристол. Случајен патник, се вика право. Пера Опачич. Да. Кој е Пера Опачич? Он е бивши обештаец. Воен обавештаец. Така пише во архиву. На војното разузна. Војното обавештајна служба, да речем. Например, И човек кој најблизок човек за време на ембаргото, кој преговараше со Илија Павлов, е Пера Опачич. Он го носи со него Бранислав Лаиновиќ други на сите преговори во Шаратон, бивши Балкан хотел во сред Софија, да преговараа со Илија Павлов. добро. Можеме ли да почнеме са веќе да разработуваме приказната? Добро. Илија Павлов е мултигруп. Најголема фирма, 55 фирми, следиме добро. И околу 12.000 вработени. Од јас лично се знам. Јас сум го снимал Илија Павлов. Например, мене интервјуто со Илија Павлов, тоа е последното интервју, значи кој го дава Илија Павлов додека е жив, ми го договара Зоран Трпевски. Зоран Трпевски беше генерален директор на Македонска банка, пред таа банка да биде купена од ВМРО ДПМН во мандат на Љупчо Георгиевски со Војо Михајловски компанија и шоферов. Зоран Трпевски во име на Илија Павлов и на Мултигруп купува Сечерана Битола, забрля. серија на хотели на Хрватско приморје во Дубровник и сака да го купат Белградски путник. Путник, пропадна сделката. Сериозна, Да. значи Најсериозен купец беше тој. На директна линија го има Илија Павлов. Следи добро. Тогаш во тоа време Ѓорѓе Звездаковски работеше во Путник, генерален директор беше Небојша Маљковиќ, Мира Зечевиќ директор за меѓународен туризам, пошто е целиот компјутерски центар. Прва инсталација на компјутери во мрежа ми е Путник Београд, 95 компјутера во мрежа. Јас ја правам. Добро, Томо, пред да продолжиме. Мене ми го нудијаше хотело. Тој ќе продолжено хотело на Копоник и да дојде Мајк Елич од Канада да купи цел Путник. Јас реков, мене хотели не ме интересира, еве ви го Мајк, ако се договорите, договорете се. Добро, Тома, се извинувам. Така. Сте работеле за длабока држава во поранешна Југославија. Така. Значи се знаете со Јоло Поповиќ. Многу. Се знаете со Перо Грачанин. Значи на Чика Пера. на Чика Пера, значи Никица Клинчарски ви е кум, дедото на Никица Клинчарски, Началник на Станко Козбеш. Нешич, еден од клучите играчи. Значи правите све прва линија Жерко Ренатовиќ Аркан и така натаму и така натаму. Сегашон прва линија бил за мене. Тому кој ви вика да се вратите во Македонија? Никој, сам си дојдех. Се губи пазарот, се растори Југославија или што е причината? Јас морах за да Франција можеме да за да напуштам. можеме Вака сега, да им објасниме на Сам публиката. се напуштив. Во Франција бех инволвиран во една тешка афера, нема да зборам многу за неа. Работев за Жак Ширак, мојата фирма зборам, не јас. Ама јас сум газда на фирмата. Тако знае Југослав Петрушич. Жак Чирак е тогаш градоначалник На Париз. на Париз. Работев со Патрак Балкани, кој беше градоначалник на Леваруа Пере, после заглави во затвор тој. И работев со Никола Шаркози, кој беше градоначалник на НЕИ. И јас. Тоа е предградие на И Бусак. предградие на Париз. Најбогатата општина во Франција е НЕИ. Да, добро. Там најбогата е. И Бусак. Бусак е таткото на текстилот на Франција. И јас морам да бегам многу просто, оти учествувах во перење на пари. И знаех оди приказка да се близи се крај. И си викам поарно да си ода. Зошто? Ширак нема да е затвор, като началник е. Спремаше го за кандидат за председател на државата. 2 мандата и беше председател. Шаркози е пън пари, Балкани е пън пари, кој е овцата? Тука јас. И Бегате. не се враќам во Франција 11 години. Томо. Имаме Тоа ме натера да си дојда. Имаме француски предлог, И си извинувам. дојдов во Белград. Да. Не тука. Ке продолжиме од Белград. така. Имаме француски предлог, а претходно во мандат на Зоран Заев
Емануел Макрон поставува одредени услови и на веќе договорен почеток на преговори, разговори на Македонија со Европската Унија, доаѓа еден вид на вето. Пред бугарското вето имаме еден вид на такво француско вето. Наклонети ни се французите, бидејќи и во време на Жак Ширак и претходно на Митеран, најголемите притисоци на Киро Глигоров ги има правено Кедорсе и ги има правено Франција за прифаќање на грчките позиции. Тие не ли се пријатели на нас? Вие грешка правите в политиката. За французите Да, говорим. тотално пробаше тоа на македонската политика. Они треба да знаат. Французите се што работеле со Македонија за време на Првата светска војна е од чист интерес. Ништо друго. Тие се на страната на Бугарија. Не се на наша страна. Има тому една приказна, ама тоа во некоја наредна прилика ќе ја отворам. Ќе доеме до тоа, ќе се вратиме на Макрон. Еден од клучните проблеми, да речеме, разидување помеѓу македонската и српската историографија е улогата на Михајло Пупин. За разлика од србите кои сметаат дека Михајло Пупин е роден во Војводина, Овечени и роден како? и дека тој само за српските интереси работи така натаму. Не, он е македонец. Он е роден во Македонија. Михајло Пупин има изразети симпатии кон Македонија. Не, он е роден во Македонија во Овечени. Со потекло, Девчани роден во Војводина. Значи, но е специјален представник на Вудро Вилсон на Париската мировна конференција. Дури велат американците, Добро. дека тој ја финансира американската делегација која присуствува на Версалската мировна конференција по завршување на Првата светска војна. Дури велат дека тој ја финансира и кампањата која Вудро Вилсон станува председател на Соединетите американски држави од 1914-15, значи по завршување на Балканските војни. Вудро Вилсон е специјален представник или пратеник, како да го преведиме, да го дефинираме, за така нареченото источно прашање. Источното прашање, Балканот. македонското прашање, они го викаат источно прашање. Михајло Пупин нуди да биде формирана Обединета Македонија. А каде после ќе припаѓат, тоа ќе видиме. Потом. Се бунат французите, се бунат британците, тој е американски став. Најголемите душмани. И доаѓа дописот, или што би рекол Гајдов, амандманот, или што би рекол Гајдов, репликата на тоа писање на Михајло Пупин од страна на Тодор Александров и од страна на Александар Протогеров и целата таа екипа, кај што они велат целата наша историја е поврзана со Бугарија. Точка ќе ставиме тука. Тоа е она заедничка историја што ја викаат бугарите помеѓу, на таа заедничка историја не е од комунистите, таа заедничка историја од ВМРО. Од Од Тодор Александров. Така е. Македонија не имала војска, Така е. ама не имала ни Бугарија. Така е. Значи, походот на Тодор Александров е бугарски. Така е. Кој што сака нека зборот, јас живеев во Бугарија. Па после завршување на Првата светска војна, по завршување на Првата светска војна, и многу малку војска имало. Дури Бугарија има ограничување во војничкото функционирање. Главна војна сила таму после војник е бил Тодор Александров со структурите на ВМРО историски така на. Иванчо Михајлов нема врза што нас не сака македонците. Ако он роден во Штип, Ново село. Он си е бугарин. Не се некои црни петна на нашата историја. Да. Еден ден ќе дојде ќе ги отвориме сите тие црни петна, ќе отвориме сите. Ама тоа е жалосно. Како јас живеев во Бугарија. Па не мога да навијам за Бугарија. Томо, и вие се враќате во Белград. Јас се вратих во Белград, значи не сум се вратил во Берово. Кога се враќате во Белград вие? Дојдов прво кога бегам во Франција. Веќе јас бег дошол една година пред тоа и веќе имах куќа правев. Во Белград. Во Топола. Топола е старата српска престолница. На Опленац. Правев веќе куќата направен. Тамо се на На жена ми е местото. На Рада. На Рада. И дојдов во Белград. Тоа би живеев во Институтот на безбедност 3 месеца. Има и стамбен простор и Се има вили таму за гости од странство. Како Кога например? доаѓаат делегации. Како например вие Тоа го користи Министерството за надворешни работи. И ти дава како на Аркан, како на сите. вие сте тогаш во соработка со Сојузна удба? Па продавах им некои машини и опрема. Може тогаш им продавах. Преку вашата фирма во Франција? Да, преку мојата фирма. И доаѓате во Белград и 3 месеци живеете во институтот? Живеев таму, кај Јово. Јово ми даде. Вика, šta ćeš tu sad, nemoj да узимаш.
Викам, јас сега си купа, имам си пари. Само да не купувам много. Искам много. Да одбериш, да видиш и така, добро. Ја ми ево ти стануј ти колко хочеш, не плачеш. Кост. Ја не морам никоме да се правдам. И така влегох, значи не е друго. И толку 2-3 месеца бех тамо, после си уплатив во РАД, градевичко предузече. Еден стан. Кај Селја Јовановиќ. Не, Македонец беше директор на РАД. Тогаш беше директор, не беше Селја Јовановиќ, после беше нели Селја. Не, Македонец беше. И кој го 2 стана купив, 2. Само во различити ламели. И се после преселив, одел во Италија си купа намештај, гледа мој камион одде во Италија и донесе се од Италија, комплетен италијански намештај. И за вилата, во Опленац и дома. И дома. И наје нешто, последно што беше дотерано. И зедох го Сава центар простор под Кирија. Колку пари имате? Тука има колку 3,5 милиона марки пари, кеш. 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 Ама имах многу голем авторитет, јас може со тие 3 милиона 300 да направам. Зашто во тоа време си даваше роба на чекање, почекаш, па завртиш. Тоа ги познавате Аркан, екипата? Жеко го познавам, ние се знаеме од Брисел. Од Брисел, добро. Дарко Ашенин го знаете од Брисел? Да, ама познаваха, например, Мики Савичич го познава генералниот директор на Генексе, што сакаш? Го знаете Мики Савичич? Генексе, беше, сега. Така, добро. Ами тука го запознавам и Борис Савлевиќ, Ила Удановиќ. Тука и сите Мики е директор на сите. Мики Савичич доаѓаше во Скопје. Генерален случај, генерален, сад сакам се да зборам. Газда Мики, Јас со него требаше во Охрид да права фирма и че градехме Марина. Со Мики Савичич? Да, он 70, јас 30, имаме договор. Пред Григорий Гоговски го подпишахме, ама го поништивме. Знаеш тоа? Пошто видохме с кој си имаме работа. Се за нашите гледачи да објасниме, Генекс е најголемата фирма, значи држава во држава. Држава во држава, значи менува директ. Дубока. Тоа е најдлабоката, тоа е најдлабоката држава. Се мора од там да оди. И Центротекстил пас. Значи кога ќе доеше Мики Савичич тука и Данчо Шутурков и Гаврила Гаврилски, значи сите мирно стоеа. Добри, Данчо е тој калибар, така да. Така е. Па и него го знаеш што. Така е, ги знам. Јас, да мене, вратите ми се отворени. Разбираш ли? Добро. Данчо го познавах тогаш. Томо. Кога не работех цигари. Кој всушност ви отвара врата? Јово Поповиќ. Тој ви е, значи, гарантот. Жирантот во длабоката. Себе он вика, бела карта му давам, шта ради, ја одговарам. Има, значи, 3 средби на кои вие и 4-та на која не присуствувате со Киро Глигоров. Така кажавме претходната емисија. Тука, во Скопје. Во Скопје. Ама јас сум присувал Белград. Јово Поповиќ е фудбалски клуб Партизан. Вие сте еден од основачите со членска книжка, како го велите, 1 или 2 на делиите или навијачката група на Црвена. За друга делие, јас требаше да сум газда, ама не даваше цвеле. Ни дадоа продавницата на западната трибина. Дресови, сувенири. И јас седов од Минел Ниното, го купив од Минел. Па после го продадох на Звезда. И там ни беше продавницата на делиите. И там правихме и дресовето. Томо, важно е за длабоката држава или важно за службата? На јужната трибина имахме 2 канцелари, там беше пресата за дресовето. Важно е да се контролират навијачките групи. Да. Он си добива задача, сам следи. Добро. Јас во тоа не се мешам. Јас сам само негова логистика, која му затреба, му помогна. Пари, финанси, така. Е, баш тоа. Точно тоа. А на разговору со Радмила Богдановиќ, министерот на полицијата, не сум присуствувал. Кој се самоубива? Првиот пат, не, тоа е Соколовиќ. Добро, Зоран Соколовиќ. Не се убива. Не се убива? Добро, Зоран Соколовиќ, еве јас нешто сум сгрешил, добро. Да, он си се убива во владата. Во владата, така добро. Во влада кој джип. Да. И таму негде околу Борски рудник. Таму Слобо градил хотел. Да знаеш тоа. Слобо. Не, още не е довршен хотел, да знаеш. Добро. Постои. Тоа е огромно чудо. Кај Борскиот? Да, таа тој Мајдан Пек. А на вториот состанок бех присутен на Радмила Богдановиќ. Со Желко Арзанатовиќ Аркан? Нема Аркан оште. Уште нема? Нема го до тогај. И баш фаволица, ручаме.
И он ми вика, Томице, што дан губиш с ними? Викам, има времена, интересантно. Ми викам, ја ga цели, поштој, другови свој, помаже му, кад могу. Кад не могу, прво радим свој посол, па кад има време, за него. Па добро, помажи, па дачемо ти посол. Тоа така. Значи така Да помагам на задруга дели, и пари, тие ќе ви се реваншират. нема ни купуваа компјутери каде мене. Тогаш И не немаш давам мито. Тома, Не тога- давам ни на тебе пари, никој. тогаш немаше спортско социјални друштво немаше Црвена социјални мрежи, немаше социјални мрежи. Немаше. Главните политички пораки се пласира на фудбалски надпревари. 50.000 Опасно публика, беше, страшно. 100.000 цел стадион на Се. пример да скандира слобо одлази Па това е или стубол на системот. Така е. Значи Стубол преку на системот. тоа е столбот на системот. Зашто Навијачки, Милошиć вика, ако е Аркан био жив, ја би опстал. навијачките групи све на негова страна. Се беше под контрола на Желко. И Кој што ово сака нека и зло. ово Поповиќ всушност, значи во таа длабока држава вика ова е Он е наше партизан. ова е наше дете. Он е Томо. мој, кој наш на ден вика, он е мој син. Добро. Кад би Мишко nije ту, он е ту. Значи тоа е гаранцијата за Томо Аврамски. Питајте Веста дали га е раđала или не, маќе му. Томо, значи вие така почнувате да правите бизнис Да, и да работите во Белград и во тогашна СФР Југославија. точно. Па затоа Сава центар ми дава, на ме ми дава Сава центар просториите на Генек Сало. Тоа Јас се- тук во нивните простори. Тоа се најубавите локации, да. простори Во Сава во центар. Белград на поранешни. Во просториите на Генес влегов без пари, без еден динар. Колку ви дадоа простор? 2 пати по 96 квадрата. Значи 200 квадрати скоро. Това е дуќаните. Дуќаните. Ту им беше фришопо на Генекс. А што беше фришопот на Генет? А тоа го Плюс остави. канцелариите, Ту продавах компјутер. плюс канцелариите, плюс се. Канцелариите делегатска единица беше 200 квадрата. 200 квадрати. Тоа е екстра. На најубаво место. Најбото. И на еден локал не плаќах кирија. Томо, се растура Југославија. Добро? Се воведуваат санкции, ембарго кон Србија. СР Југославија. Вие кога се враќате во Македонија? Јас не се враќам, јас сум цело време во Белград. Цело време сте. Само не сум менувал лична карта на боравак. Значи, од како живеам, од како сум роден, адресна регистрација на моите документи во бивша Југославија ми е улица 29 ноември, број 16, Берово. Жител на Берово. Фирмите ги регистрирате во Берово. На 23 август дата Вествот е регистрирана број 3А. Мајка ми ка живее. И никој не Хелена знае. Транспорт на 29 ноември, број 16. Кај јас живеам. Хелена е на керката. По името, по детето си крстих фирмата. Добро. Хелена Холдинг е исто тука, го градев манастир во Берово. Значи вие фирмите ги регистрирате во Берово. Во Берово. 4 фирми имах. Авала, дојчо ресторанто што беше. И никој не знае за Томо Аврамски во Знаат сите, во како Скопје, не. во Македонија. Сите знаат. Јас го Берово, додека Берово држех фирмите, Берово живееше од мене. Највеќе данакоплатец бев. Вие намерисувате дека ќе се крши ембаргото или некој од Белград ви вели имаме Не, проблем со Јас знаех цигари. че има војна, слушај. Јас знаех че има војна. Пред вас сите, вие не знаехте тука. Јас знаев. Вие заедно со Аркан сте дел на таа Он не е Аркан. Добро, Слушај, добро, Желко. додека е Југославија. Добро. Желко станува Аркан по распадо на Југославија. 91 значи година. Не слушај лево, десно. Он е Аркан од како искача од затворо. Дури тогаш При Тужман. Тогаш е и Славиша име, Не, па и има и Не, други. тоа е друго. Он си секогаш за југославски поем Желко Ражнатовиќ. Или е главоња, или хибрид, надимак. Блиските главоња, му вика, а тие што му се подпезувааше хибрид. Зошто хибрид? Не знам. Како вие Toyota А хибрид? блиски некакви луѓе негови. Citroen- не зло Citroen намерно. хибрид. Кој спеам на него не шам му кажа. И на бензин, и на бензин, и на струја, значи добро, да. хибрид. Значи, он не е хибрид. Аркан. Он додека не легна затвор. И додека не дојде од кај Тужбен од годишниот одмор, Не е Аркан. Добро. не е Аркан. Вие сте дел со Тога него. ја Радмила Богдановиќ подноси оставка. И станува Аркан. И толку. За името не мога да друг ќе каже. Томо, вие сте дел на Аркановите тигри, Јас сум седел на него. Он имаше 4 фирми. сте дел на... Додека беше затвор, водех и неговите фирми и покривах. Он немаше пари. А имаше вработени. Вие сте дел на таа единица во Ердоч, што има седиште. Јас сум член на СДГ, јас не крија. Српска, Добровачка, Гарда. Дарда.
Бех подпредседател странка Српско единство за Нови Белград. Неговата партија. Значи вие од тамо знаете дека Јас сум си таму. од тамо знаете ќе има војна, ќе нема дојде ништо. распад. Добро, значи дефинираме од кај знаете, од кај имате информации пред ние да знаеме дека Да. ќе има војна, ќе се распадне Југославија и така. Значи гласа се во Палата Федерација, се следа, јас и се знам зашто Богичич не гласа, како Кадиевич дава наредба, да знаеш и тоа, и тоа сам ја видел написмена е наредбата, да се интервенира и да затворат преседништвото на Југославија и да работат тука, да не и пуштат додека не донесат одлука да нема војна. Да нема да има војна Да нема војна. Да има вонредна Војна состојба да се прогласи Кадиевич. И он требаше од она излегува на секи 2 сата. Така е, тоа е државна тајна, ма ја кажувам кај би. Он требаше да обнови, он не ја обнови. Не обнови. Да. И тој Богичевич гласаше обрнато. Затоа што Мустач и компанија беа го сликали во хомосексуални односи со некој. Богичевич. И он мораше да гласа од таа страна. Он бил хомосексуалец. И ги видох сликите. Ја колку сум знал. Се разбираш ли? Кој никој не е видел тие слики. Оди Желко ми ги даде да ги видам. Васил Топурковски како го убеди? Не, ама тоа не садаш 0-0 беше. Така беше. На Васко Не му тука му извадија- паѓа да рети. не му извадија некој Следи слика. са, ја ти дубока држава. Тука му паѓа на Топурковски. Тука. Значи не е од тука. Вие не сте држава до тога, тоа извини што викам вие. Јас сум си горе. А вие сте Југославија, доволно, вие сте Не, Срби. не, јас сум си горе, не, јас сум си македонец. Значи ти си опленец, сега си опленец, За добро. Васко ти дума, мо тя живее горе. Добро. Он го тука губи До вербата. од тамо е тргнува дубоката држава. Така е. Од колевката, од кај си. Ти не можеш така да направиш дебока држава. Значи, Оние прво прават каде Не ја спасува Југославија. И ја преносат на тебе. Значи не ја спасува Југославија и тоа му е главната замерка Тачка. кај македонските И веќе оние граѓани. не го планираат дубока држава. Иначе Васко е прекрасен човек и многу паметен човек е. И штета од он не оди напреде, а Мози се сам закопа. Добро. Разбираш, тоа ми е многу жал за него. Од онако беше, че беше, може би, искаш да ти кажа нешто. Јас сад това никаде не сум го рекол. Јас имам подпишено пристапница за демократска алтернатива. На Васил Топурковски. Да, во Билјана ресторанто. Во присуство на Стојмир Петров, Што беше 24 Институти. години на општи заеднички. на институти. Дичев, Иван Дичев, директор на Пелагонија, генералниот директор, Владо Камовски и Васил Топурковски. И тука ми даде Дичев да подпишам пристапница на демократска алтернатива и ја подпишав. Ама беше договорено да не ја покажува никаде, следи добро. Оди че рече, оти е фалсификат, оди јас не се подпишах, като се подпишав, шарнах само. Добро се можели вака Не. со палец со Ама они показак. никаш не го злоупотребија. никош. Ни колеги сте биле савезни, сте биле Не, војни од тоа. никаш не го злоупотребија. Ама подпишах. Зошто? За да го стават председател на партија на демократска алтернатива во Штип Тони Биков. Бивши царинарник кој ми вршеше услуги на царината. Антонио Биков. Да. После стана И го пратеник. ставија, да. И го ставија. Пратеник Тоа стана. беше вечерта во Билјана договорено, јас шарнав, утредата овој го ставија председател на демократска алтернатива во Штип. После пратеник, па и други Еве функции, ти па кажам. тајвански кредити. Жена му работеше кај мене, јас сум прв човек што почна таа навика да одиш на работа, да не одиш на работа, а примеш плата. Жена му на Тони Биков работеше кај мене во представништвото во Штип, еден ден не била на работа. Ја земи работничката книжка. Значи од тамо Од таму тргнува. од тамо албанциве и сите. ВМРО Седи дома, зиме плата. Земе плата, клати Да му врата. вратам на овој услугите што ми правил. Као цариник. Да, Добро, Томо. тоа е истина. И се враќате, значи, Знаат го сите. И брат му на Пане Велефон ми правеше витрините. Трајче, Ѓевини Бог да го прости. Сите мои другари знаат оти Тања Бикова работеше кај мене, зимаше плата, а не одеше на работа. 1200 марки давах, тоа е многу пајтове. И кога Диме го бех пуштил да отвори дуќане,
Не може да отвори од писма како доаѓале, не може да отвори вратата, отвора не оди на работа. И викам, скршете џамо, вратата. Со Пане Велев бевте пријатели? Бев, многу близо бев. Пане Велев го става Зоки Ефремов, Зоран Ефремов на Да, одредена затоа ти викам. Зоран Ефремов са многу дума, лесно е думаш кога се луѓето убрели. Кој е Зоран Ефремов? Никој. Штип го дрма 5 човека. Киро Глигоров, Јордан Мијалков, Ѓорѓи Наумовски, Наумов Ефремов, Ѓорѓи Наумов, Ефремов и тоа е приказката крај. и Пане Велев. Уни го тура Пане. Овие го Мијалков го тура Пане Велев по барање на Сашу. на Саша Мјалко. Да. Добро. Отиче слуша и отие до селени Тому, значи, тип вие- од Лазаро поле. Јас те знаех од Лазаро поле. Ето и тоа да даше. Господине Врамски. Значи почнува ембаргото Да. и почнува кршењето на санкциите и на Почнува, јас имам пајса. Ембаргото. Со што располагате вие во тој момент? За време на ембаргото имах 11 шлепера. 11 шлепера. Да. За цигари? Не се цигари. 5 беа хладњачи, возех малини. А возевте малини. Цела малина. Се што е замрзнато од Југопетрол, носа за Бигатол во Италија. Тоа е најголема фабрика за сладолед и најбор сладолед, не знаеш што. Малини, капини, црешти сенос, Вие носите. смрзнато, се. Ариле главни. Најголемата хладача е Аркановци, не знаеш што. Ден денеска. Ама Југопетрол е главен. А на них им купувам нафта. Од И каде? одговарам за транзит, од Мамидакис. Од Мамидакис. Јас се Значи купувам. во Италија носите малини капини. Да, оттам си Вишни, што врашам од- цигари. Враќате цигари, Одав Лихтенштајн. Или Амстердам, или Брисел, там ми плаша италијанците празни коали камиони. Да знаеш што се плаќа. Од километар. Товарам в Амстердам, Брисел и си доноса цигари. цигари. И не шверцувам. Јас сум легален шверц. Транзит се тоа. Што значи тоа, Аврамски? Легален шверц што значи јас докарувам цигари и ги носа на дестинацијата. Не И ги тол- продавам под рак. Значи не ги продавате на улица, мало Тоа продажба, не ме интересира. шверцки. После мене е тоа. Значи вие сте го Јас ги носа во Зеленика, Значи вие сте во го Црна Гора кај Мило Ѓукановиќ во Котор. И тука е Брод усидрен. Од камионите цигарите одат на Брод. Бродо после оди на меѓународни води и од таму идат глисерите. И ги товараа на глисерите. И така ги шверцува. Значи И се- затоа Булатовиќ му вика на Мило, не ме нервире, потопичу ти глисере. ќе ти ги потопам глис. Значи тому со еден шлепер се врти круг. Вртиме, значи, товара Лихтенштајн, минаа Швајцарија, Италија, Словенија, Маđарска, Романија, Бугарија И влегот и тука. преку Македонија во Србија. Или мине на Деви Бајер, или на Струмица на Делчево, не може да поминат цигари, нема стручни лица, не работат. На Делчо. Значи само на Деве бар. Не. И на Грција може, према Гевгелија, а на Делчево никако. Малините овие од Арилје, по истата маршрута ги носите во Од тука си носих директно. Не. Значи, товарам во Фарилје, фактури правим на Дата Вествор Берово. Одоаѓам на терминало Национал во Белград, паркираа се моите камиони, твоите, Национал е оној на излезот од Белград што е терминалот, така? да, и тука са сите шпедитори. Кој колку камиони има, тоа е страшно таму. По 200 до 300 камиони наредени в конвој. И идеаше царинаници од Македонија, шефовето на царините, да ги пломбира. Македонски пломби. Во Белград доаѓа. Да, таму доаѓа. Кога е Еве растурена? живи се, едено е жив ошти. Кога е растурена државата? Која е Југославија веќе нема, има Македонија, Србија. Секој за себе. Значи наши цариници доаѓаат да ги пломбират. Таблици бехме им дали од полицијата српска, они си турат на колата царинарската таблици и по Србија никој не ја закача. Спијат в интерконти, пломбира што пломбира, фирмите плаќа, Кој след им, љубов. кој им плаќа во интерконти? Јас. Вие им плаќате? Јас. На шефовите на царината што се Се, бават? се. И што си изберат по путе бутици да носат. Без пари. И плюс на рака. На рака не им давах ништо. Друг им давал. Вие само со хотел и со... Моje беше да им плата смештај и на крај да достава негде фактура. И не претерувах. Колку сам им дал, толку пишах.
Ама неки викам, ја ще пите со да корем. Добро, Томо. 10.000 марки од шлепер на кого се плаќа? Тука, не е горе. Значи тука е, Да, горе беше 500 марки по камион. по камион. Да. И ги збираа, шпедиторите ги збираа. Се пломбират, се прават. Ти си шпедитор, 10 камиона, 5.000. 5.000. Тоа е 5 камиона, 2.500. Плик и на царината. На црвена код. Јас не давах. Вие не давате? Моите камиони беа пломбирани без пари. Без пари. За таа сметка, да ако имам 5 камиона, 4, од 4 до 5 имах. Да знаеш. Плашах хотело, јадење, пиење, спање. Значи во Интерконтинентал кај што е атентатот, Се шуиска. кај што е атентатот наркам. Се шуиска, бе, не само тоа. Јас имах 2 бутика, имах одела, продавах кошули, страшна работа. Арковните пратици јас си облачех. И тие камиони или тие шлепери од Белград како завршуваат во Италија? Они одат директно од Белград до Трст. Преку Хрватска, Словенија, Трст. Како македонски малини? Да. Како македонски малини. Се македонско. во Значи, Трст- тогава бевме најголем извозник на се. Во Трст се празнат камионите. Одат кај е дестинација. Добро. Може да се за Че ги Франција купуваш? Ало. Добро. Ало. Вие ги Италија е враќате најголем купец на Сладоли, овошје смрзнато. Не, сео и трешни, малини, капини, Томо. се што имам. ги враќате празни камионите или Не. ги полните со Јас цигари? истоварам таму И ги носите у Лихтенштейн. и на возачите јас си командих, не јас на Србија превоз, цигарите и лично командих. Лично. Нема ти, не тоа е. Другите си канат другата работа. И рече, ти, Амстердам, вие двата. Ти Лихтенштейн. И викам, од там ќе ви се прикачат и нини камиони, още 6. Значи, освен овие 10, Не само и камиони, ето сите беа регистрирани ФЕЛ, Лихтенштейн. 6. А 4 беа беровски, штипска регистрација. И они сите влезат од Италија во Словенија, доаѓаа во Лендава, на границата со Маđarска, од таму минат ја цела Маđarска, Румунија, Бугарија и на Девебари во Македонија. и на Куманово. И са, например, што не знаехте до тогаш. Јас на секој камион имах одашилјач. Да. Сигнал. И знам дека си. Они немаше појма. И еден ден еден шофер ме лаже, отие тука. Викам, зашо лажеш кад си в Бугарија? Вие на Ама компјутер. вика, тука сам Вие дојде на, да видиш. на компјутер ги гледате? Не, тоа ми гледа некој друг, не јас. Нема време за тоа. И ви кажа каде се камионите. Викам, зашо лажеш кад те нема? Викам, не си игре. Там и там си, оми, не ми се дека не. Искаш да ти кажа? Му пустив екипа, го пребија, му скршија нозете, онда веќе ми скршеше главата италијаците па. И друг шофер тури. Ние ни беше шофер. Добро. И од тога шоферто знаеше, кој се смее да игра, кршење да носи. А, паза врши превоз. Ти си взимаш својата плата, 2000 марки имаше плата, тога тоа не е играчка. Давах им 10% награда. Тому. И им признавах сите казни. Дека те казнат, немаш белешка, признав. Колку пари се прави од еден шлепер? 500.000. 500.000. Ама мафијата и прави, не ние. Вие колку имате? Јас имам 10.000 од камион. Од камион. Да. Каде плаќате 10.000 марки во Македонија? Први пат ти велам плачав на Министерство за финансии и уплатницата давах на Макош 5, од они нема ми товарат цигарите во јавни складове. Додека не им дадеш уплатницата, од си платил. Значи вие цигарите ги товара. чувате во складови на Макошпет, Да, они придружува си плаќате уплатницата. во Министерство за финансии, Да, има со уплатницата одите во Царинска декларација за декларација. извоз и уплатницата мора тука. и го полнат камионот. И го иначе не товара. Значи тоа е во наводници легално, Легален шверц. реекспорт шверц. Цигари тука не останува. На црно не давате? Не, никој, една кутија нема, на никој не сум дал. Сите овие приказни, Јас што водех, за себе зборам. сите овие приказни Лазаров, дедата на Вања ги Даваше учества. ги пари, како? Кој им дава? Јас за моите камиони јас им давах. Тие 500 марки или Ети ми вика, има 10 камиона. добро,
да им по 10.000 на управнику и на директорот на царинарица, на Благоја и на Ванчо. Тоа го давате за да не помини оваа процедура Министерство за финансии. Не бе Макошпет. ни почастиме да не чекаме. Оди Кврчковски беше не заглавил 2 недели с цигарите тука. А на пазаре фалат цигари. За секој конвој се плаќа или за поединечни конвој се Тука плаќа? давахме, а за секој си се дава пари. За секој. Месечно колку дававте? Пази са. Јас, на пример, ако карах, да кажеме, 10 камиона, 100.000. 100.000. Да. 100.000 на За кого? друг не знам. 100.000 на кого? И на двата заедно, кога се јас им дам. Они си делат. И плюс тоа 10.000 Јас сум си трошко, јас што си плащам одвоено сметка и плащам их. овие што се легално Министерство Нарака за, нема сметка. за финансии, Министерство Тоа за... плюс. Значи тоа е плюс. Манипулација, Добро. Бакошпет, плашам си. А Бакошпет ми фактурираше околу 2000. Значи 500 или- Лежарина, работници Значи што товара и 500.000 стовара. значи 500.000 евра остануваат за Толку мафија. е заработка. За работката од шлепер. Ама тоа си ја зима мафијата. 10.000 за вас. Слушаш, 10.000 за превоз, Лаз- гледа, за Лазаров. превоз од Холандија до Македонија беше 10.000. Јас имам 10, 20. И околу 5.500 има превоз од тука и манипулација, утовар, истовар. За да е на Црна Гора. И излезат околу 35.000. Това си оди на терет на мафијата. И у нас се зима полови милион. Државен бизнис. Добро. Значи никој не зима пари На Ванчо- од министрите. на Следеш ли? Ванчо- на Ванчо Значи Лазар- това е частовка. И само никој иска да те заглава, тоа ме следи. Фрчковски промени листата. Ако сите знаат што са работили в ембаргото. Оди не сме дали мито. Нема рушпај, не одиш. Оди Васко дал. Те паши се кој да даде прв пари да победи. Од това стоеше робата. Разбираш ли? Поготово нафта, цистерни. Тоа се многу пари. Луѓе плащаше и 10.000 марки по цистерна. 3 на Фершпет, евиденција, 7 на Штерио. 165.000 конвојо, возо, нафта. Пола на Штерио в джебо, пола на Фершпет. Чие Фершпет на Штерио? 100% Штерио. Добро. Ака нема на прак хотел. Ајде за цигари идовме. За цистерни. За цистерни колку за плаќа за една 10.000 марки по цистерна. по цистерна? По конвој, Па се виж колку цистерни има в конвој. значи за една цистерна 10.000 марки се плаќа. Кога се апнеа, дај, тогаш Колку добива на пример по цистерна Штерио Наков? Фершпет ти зима 10 бона. 10, 3 Фершпет, 7 он. 7 Штерио. Да. Колку цистерни дневно проаѓа? Ние не знаеме кој што вози. Ама сигурно минеаше 100. Сигурно. Вие Па Млаз Богданци колку ми имал, проверете, што откаже. Вие- Се, вие- Млаз Богданци возеше за них. Ама имаше и приватни цистерни, имаше една скопска фирма, и она имаше 10 камиона. колку цистерни вие имате? Јас ли? Да. Јас имах тогашно 8 цистерни, штипски. 8. Да. И полните од Мамидакис Во терминало во Солун. во Солун. Да. И каде ја носите таа нафта? Доаѓа од Солун на Чевчелија, тука. Ја поминувате? Паркираа се дека кажат или беше конвој пред Табановци или в Кубаново и кога вечерно време да не гледа сателитот, тргнува и одат. Тому, Ама работи... мора шпедитор да има, па следиме. Работевте- Мора камионе да е таблиците на список, иначе не може да поминеш. Работите за Пера Опачич, за Мултигруп или За лич... сите. За сите? Не, јас за Бели збориш. Да. Јас не работа за Перопач, никој што сам с него работел. Он работеше с мултигрупа. Мене Илија Павлов ми има дотерано 10 камиона цигари и ми ги возеше немоите камиони Живко фашиста од Петрич. Толку. Толку. Јас не сакав со Илија да работам, но одех. И знаех оти он е прљав играч. Немах потреба од него. Пера Опачич. А нафта си јас купувах од Мамидакис колку сакам. Што ćeš ми ти? Што ќе ми бугарину? Перо. Односно, Томо. Томо. Дали Илја Павлов беше избран од Србите
да биде главен играч за кршење на санкциите кон СР Југославија. Односно мултигруп. Битно не е за Киро Глигоров, затоа јас сега па види затвориме сега, приказната. значи, ембаргото го бира сегаш државата. Значи, српското руководство го бира мултигруп, не јас. Петар Чергиланов. Петар Чергиланов. Добро. 73 година станува шеф на третото управление на Тоа е дедо Болградско. му на Илија Павлов. Татко на првата сопруга Да е... на Илија Павлов. Ајде. Значи од 73 до 88-89, значи 16-17 години е шеф на военото контраразузнавање. Значи, тоа е, значи КОС, еве, А условно. помните како водат Илија Павлов е Бугарски кос. работник на... Слушай, за това го ни убива. Прво го убива Чулев на ДЗИ групата, газната, најбогатија бугари. Па после него. Еве што пише во неговата биографија, нови, дедото на Илија Павлов. Да. На 4 август 1944 година, значи на 4 август се уште трае Втората светска војна, значи Бугарија капитулира на 8 септември, ако не. Значи на 4 август 44 година. Тој дезертирал, значи, со неколку други војници и се присоединува кон Југословенската народно-ослободителна армија. Значи дедото, овој Петар Чергиланов, кој е 16 години шеф на бугарско воено контраразузнавање, КОС, значи бугарски, во август 44-та дезертира од бугарската армија и се приклучува на Југословенската народна армија. На Миломир Марич му излетува пред неколку години Добро. и вели КОС Југословенски учествува во формирање на фирмата Мултигруп во Не, они си ја Софија. формира, они работат с него, значи тоа расчисти. Перо Опачич е представник на КОС кој работи со мултигрупа. Еве што пишат, Ама тоа е... што пишат избориме, самите, тоа е- што пишат самите српски медиуми, значи јас Нема медиуми, ние збориме служби. Илија Павлов, Медиуми што ви на дадат. Илија Павлов му се дадени 250.000 марки. 250 милиони се извинувам. 250, што се 250.000? 250 милиони марки. Му ги дава газда Језда, Мола ти се. Југо, ама се извинувам се да прашам, са они ги пишуваат А, тие. јогде, добро де. Да. Му ги дава газда Језда. Ма како? Со Не имал, дека со ја обврска да ги врати. Слушај ме се. Јездимир Василевиќ, Или газда Језда. фондо на Југоскандин банка. Добро. Прво го има Желко изрекетирано 3 милиони и сам бил присутен кога ни даде. Добро. Негово фонд повеќе од 50 милиона не е бил ни на Дафина, Дафина имаше повеќе од него, ни на него. Кај 250. Тие пари, според пишувањето, Тоа е друго. треба да Ја завршат, ли ти го живее, он дес Треба- како живее? треба да- Он живее како социјален случај во Србија. треба да завршат еден дел од тие, со тие пари е формирана Балканска банка во Скопје. Не е точно. Тоа е банката Не на е тачно. тоа е банката на Мултигруп. Не е точно. Балканска банка е формирана со чисти пари, милион марки. Пера Опачич, Он не е основач. Пера Следи. Опачич кој е човек на газда Језда и на военото разузнавање, работи со Илија Павлов и со Мултигруп. Не е тачно, работи со мултигруп, а он не е основач на Балканска банка. Балканска банка е основана со милион марки, Добро. ништо повеќе. Господ- Од Христо Стоичков фудбалеро, Лечков, Боре Поповски и Кирил Пендев, директор на банката. Добро. Господине Значи Томо, нема Пера Опачич ништо во Балканска банка. не велам дека има. Нема. Ја формира Ама има Мултигруп, централен- но му дават пари Он на не Илија ја Павлов. формира, следиме, он зашто онако формира Господине- такава компанија, ќе живее в Бугарија, Господине Томо, ќе живее в Србија, не смее да дое се извинувам. Господине Томо. Како е убиен Илија Павлов? со снајпер. Во неговите канцелари, он е пред врата убиен. Значи некаде 18-19 часот навечер Тука, пред мрачката. излегува, Доаѓа, не излегува. Слушај ме sad ти мене. Добро, ајде. Значи, сагле, новинарска работа нема Добре, тука. сега имам ја информација, нема само Не, Тома Аврамски. следи ме. Излегува од канцеларија Добро, со 4 Да ме лица. го кажуваат тоа Ајде. Джандаро што Ајде. врши записник Важно, увидов. добро. Ајде ке спуштиме, затоа Значи, викна по он емисија. бил надвор Добро, и се враќал во фирмата. добро. Треба нешто да сработи. А убиеца го е него чекал. Во заседа е бил. Кај го погодува? Во срцето го погодува. Со 200
250 метри оддалеченост. 150 метра, мерено. Джинджич е 150, ова е 250. Следиме са. Добро, ајде, еве. Ти тога не знам дека си пишал. Да. Јас сега ти кажувам, оти ти не знаеш јас какви врски имам. Добро, другите слушај. добро, ајде. Значи, Запчето е убиен со еден повод. Затоа што он го убива Андреј Луканов, премиер на Бугарија. Што значи кога ќе ве погодат у срце? Што значи кога ќе ве погодат со снајпер у срце? Значи издајник си. Така? Да. Тоа да го знаеш од мене. Он и Джинджич се издајници. Джинджич е на 12 март. Само што он Значи, од позади 5 дена- погоден и експлодира му срцето. Експлодира срце. Исто со снајпер. И гледаш каков метак, жив не остануваш. Како велат, Србите, во наводници, Косм, убиваат со снајпер во срце. Русите во глава и има служби кои убиваат со пукање во слабина, во слезина, во стомак. Не Така. мора. Битно е да се... Знаеш, Но српски ракопис е кога ќе се пука во срце. Слушай се, не може ти да купиш од Газпром нафта да не ја платиш. Добро? А ни на глуди. Добро. Јас не живеех во Русија. Многу 50 двујца го бија во Москва за тие 6 години што бех. Пера, Се наши. Пера Опачич, сега Како? живее во Швајцарија. Да, там живее. Не може да се врати у Србија. Никаде не оди. Дали Пера Опачич е вклучен во атентатот на Киро Глигоров? Да. Они Дуги. Дуги Лејновиќ. Да, он Дуги, Борисављевиќ и Мадијашевиќ. Тие се тука били, сите се живеали на Даме Гурев, оној пат не знаеха се вика улицата од них да ја вида. На нив Методи Смиленски им дава под кирија стан внатре. Тоа е на Методи Смиленски на центрове. И јас бех таму, чикабата ме одведе ако искаш да знаеш. Изгледа тој Методи Смиленски на многу дава. Не, бех таму можда година пред атентатот. Што беше Мето Смиленски? Значи ти кажа, таму бех, Кои функции, например, ги има обавено Мето Следи ме, Смиленски следи во ме. паранешна Југославија? директор на државните резерви беше во власт. Така најголема функција таму. Значи, од жито, На СДП, се. оружје, за Се све. е таму, на директор. Тоа е длабока- 94-та година е. Тоа е длабока Следи ме држава. Добро. 94-та е тоа. Убаво знам, самите знам. И јас, чикабата ми вика, дошол сам ти у Скопје, дојди да се видимо. Викам само да ставим ствари у Континентал и долазим. Кој е Чикабата? Третиот човек на УДБА. Третиот човек на УДБА. Втори е, пардон, извини, заменик на Аранковиќ е бил, секретар на УДБА е бил. Заменик на Ранковиќ? Да. Значи, старата УДБА. После Лека, прво го убива Лека, Добро. останува Крцук го прво убива, Па Лека, па останува Лека и Чикабата. Чикабата. И он веќе Крцук не убиен, останува Ранковиќ, менат во Крстите Ренковски компанија, Останува Брионски плем. Чикабата. Останува Чикабата. И он живее на Косовска, зад собранието од Оштина Белград. На најубав стан живее, оти 200 квадрата, цел спрат држи. И доаѓа А пази, нема ни деца. и доаѓа во Скопје. Да, он е тука, он нон-стоп е тука за време на ембаргото. Он команди. Он командува, добро. така. Значи Пера А тие Опачич, се при него додат, доносат парите. значи Пера Опачич и Дуги Лејновиќ Тогава они киднапираа на Јездимир жена му и децата. децата. Дуги Лејновиќ. Да. Добро. Тогава и киднапираа, да му земат пари. И он дава, ама и апсат. Кажу и фатај. Томо. Тие се тука, значи во Скопје. Тука нон-стоп, они тука живеат тој стан што им го издал Смиленски. Таму на Даме Груев се Тоа е Даме Груев, јас одих да проверам. Сад, за да може публиката да не разбери. Тоа е Даме Груев од Корзо кафаната, кафич има преспате. спроти патот. Одма, е таму. Тука се канцелариите што беа порано. Таму, ама има и стан таму. Има и стан таму. Да. Значи им го издава Мето Смиленски. Се им издал, Од канцелари. тој стан, значи преку оној пасажот, Чекај бе. преку пасажот што е тука, Ама и стану и канцелари, тоа има и канцелари тука. и канцелари стан. Се, они им го издават цалото, таа зградичка е маленка.
Два спрата, мислам дека. Толку некаде. 3 спрата. Цело Сега они е се. позади е Министерството за финансии, Така, они се новата. таму, они се внатре и со канцелари и со спиење. Значи од Бристол и од местото на се Тоа е. некаде 100 Значи 150 метри. Значи тоа е истина и така е. Он тука он кога активира бомбата, он се навлекува во тоа и не може веќе да го наеш. И сигурно си дел 2-3 дена внатре, после си ошел. Има една представка до Совет на обвинители или до судскиот совет и до јавното обвинителство има некаква представка. Ако се сеќавате оној Дуќан на братот на Артан Груби, кој наводно е купен за 70.000 евра, а пазарна вредност некаде околу 400.000 евра, продаден е од стечајна маса токму на Метос Миленски. Метос Миленски 2012 година, според спекулациите, е ослободен од Блерин Беџети кога е министр за правда. Според спекулациите, него сега е жив и здрав во... Жив ли е, само да спрашам? Мислам дека е жив и здрав. Не сам сигурен, ќе проверим. Мислам дека е... Мислам ти умре на мај, ќе види. И сите судски процеси, поврзани Се со бриша. Центро, поврзани со ова, Бриша. се кадри дали во судови, дали во обвинителства, дали во На други ДУИ, институции, МУИ. под контрола на ДУИ. Да. Што ќе рече под контрола на Али Артан Ахмети. на Али Ахмети, И на на Артан Артан Груби. Груби. Значи малце антерфиле на целата ова, Значи платили се. на целата ова приказна. Платили се си. Пошто И јас очекувам дека сега кога го врати Артан Груби, ќе го праша обвинителството, ќе го праша судијата на претходна постапка и така натаму. Како е купен Дуќанот? Со кого преговарал? Ништо. Што е за возврат направено и така Кој натаму. праша тука в таа држава натаму и како така купил натаму. нешто, кажи. Добро. И Кој се- праша колку пари има? Кој прашан порекло на имото што има? И Има ли го? и се случува 3 октомври 95 година атентатот на Киро Глигоров. И сега тука прво што почнува. Зашто министер убаво ме следи? Пошто јас тогаш кога излазех со сведок, МВР не ми даваше пристап на податоци од атентатот. Јас се што имам објавено за атентатот на Киро Ова Глигоров, имате објавено, така? во сведок. Добро. 4-5 броја пишувам за атентатот. 2003. Што ми даваше информации инспекторите што ме познаваа. А МВР званично ние баравме од нив како редакција да ни дадат, не ни даваше. Ама јас доаѓав до информација, веќе тоа веќе искочено, веќе не искачам јас како вестник. Веќе како ме нема како вестник, почнаа да ми приодат де овој, де оној, НН, непознат полицаец, нема да им кажувам имиња. И да ви дават одредени информации. Не, он гледаше ми вика, абе тоа вика. Ти дали би, вика, како министер на полицијата, дали би дигнал колата од таму од улица Македонија? Како бе дали би ја дигнал? Па вика, после 2 сата, по наредба на Фрчковски, колата однесовме на паркинг, ја тргнавме, без да помине вештаците. Тумо, знаете ли од каде доаѓа дојавата за атентат? Не. Од Софија. А, имала е дојава најавено. Да. Тоа никој не го објавува. Чека сега. Ето, Еден ден ќе излезам Да. и ќе кажам и кој дојавил, и кој извршил, и кој го купил возилото во Крива Паланка на пазарот Ама таму. чеки са, јас па викам. Како вели братучет му, како вели првиот братучет на Лјупчо Палевски Палчо, нели никој не го праша од новинарите. Вие ли бевте чадор на Палчо 30 години и тоа да резултира со таков грозоморен Убиството. убиство на Вања Горчев? Никој не му он говори за никој не го прашува како Мерцедесот кој не бил блиндиран, кој води врска до Братислава, односно до кланот Грчец, кој е полублиндиран, ајде да речеме, завршува Зето на Чамиски ми има кажа. кај Киро Глигоров. Да. И му го дава Аслан Нуиши од Грчец, Тој. познат како Бос. Да. Тој го дава, ама он не има злонамерна човек, он не знал че има бомба. Пази. Овој што се стретнал со Аркани, што е братучет на Палчо, Следи, он лаже, он не бил никаш со Аркан. Слушай, кажав ти, он не може е врската или не е врската да каже? Не е врската. Да кажи, врската ли е да заврши Чекај. Мерцедесот Следи, Киро тоа што Глигоров? ти викам дубока држава. Нели сега имаме избор на обвинител. Ставре Джиков го отвори предметот која беше обвинител и го затвори. И јас го сретнав Ставре Джиков
кај Зегин. Ти јас како влегох, Зегин му вика, познаваш ли го тому? Што овој ме пишуваше 10.000 марки, сум взел мито и тачно. Сашо Денесовски го објави кај нас во сведокот и Джико взел на некој таму пари, како видите. И не ми веќе дава информации. Вие објавивте за Јове што го направивте мајор во минатата емисија. Бил мајор Јове Двојаковски. Јован бе, Двојаковски. Јане Двојаковски се извинува. Мајор, што полагаше од Босна. Јане Двојаковски два пати. Он е брцка пешадија, знам, сишем се. Два пати. Тоа му е... Полага неуспешно за чин мајор, паѓа и вие наоѓате Босанец кој полага место Јане. Ама пушчате професорите, од Ичибурски беше таму и други. Полагат за Јане Двојаковски, кој е дел на военото разузнавање. Учествува во правење на ВМРО, учествува во синаптици, учествува во све и така натаму и така. И заедно со Драган Стојмановски Млекце се екипа која е начело на военото разузнавање. Да, и плюс тоа, прават измислен атентат на Бранко Црвенковски, кој ќе има. Имаме една чифлиганец, за да го рекетира, многу пари бучи. Чифлиганец има највеќе пари зебено. Па чифлиганец и Штерио са најпрофитир од ембаргото, има највеќе пари. Од санкциите. Сега гледа, сега се гради, од кај гради некој пари. Глупости. Така е. После Сина птица. Аферата Сина птица. Да. Се само да развлечат вниманието од атентатот на Киро. И со тој експлозив. Зашто? На мен ми е убаво да сам министер на полицијата. Пази. Кога еден ден јас сум се сретували со Јордан Мелков, нигде не сум кажа, сад ќе ти кажа во емисија. Он дојде во Берово, Рамбово, ако си чул аферата Рамбово во Берово. Не сум ту. Славе беше украл Калашников и побегнал во планина. И он дојде да го убедува како министер. Да, имаше некоја афера таму, почетокот на 90-тите години. Ја го скригне на викендица, не кажувам на која, да нема луѓето проблеми. И Јордан доаѓа во Берово, кај мене дојде и вика тоа човек, викам, аз супер познавам. Викам, бе, чије јас стивка де него. Оди ми, овој ми вика, таму е, вика, кај мене. Викам, оди ми ние вонко од градо, кај викендицата, и оди прво човеко. И Рамбо се предава. Викам, дај на ме пушка, да даде. И седевме саат и пол муавет. И пази колку е коректен Јордан Милаков. Гледаш го, ти нема да јаш затвор, јас ќе те брана. Ти си бил управо. Господин Абрамски. Слушаш ли, он беше управо. Ама не може правдата да отера. Бегал Штипски затвор, зима Калашников да си искара правдата. Дебока држава. Некој ќе одговара за 2 кокошки, 2 порции чебапи. А некој 1.200.000 ќе уплати на Бектел Јенка во долари, без проект, нема проект, слушајмо го, проект се прави кога експроприацијата е готова. Добро. Прави се предмер колку ќе кошта. Еве тие сега што цртаа. Викали са негде, само не знам кој точно од нив, што проектираа дека патот ќе кошта 3,5 милиарди. Добро. Да не ни избега темата. Тоа. Од складови на македонската армија. Да. Исчезнува експлозив. Не вели никој дека тоа е експлозивот кој е ист експлозив каков што е користен во атентатот на Киро Јоворов. Ист, признава си. Признава. Има си джандар во милиција. Па кажуваат Визбегово, па кажуваат Касарна Илинден. Млекце дава изјава, да следиме добро. Има Драган Стојмановски Млекце, кој 2 години после објавата вели он го кажува дека да, исчезнал од депоата на министерствата. Исти експлозив е бил како на атентатот. Исти експлозив така е користен при кревање на джипот на Љупчо Палевски палче во воздух. Сега? Не. Кога е председател на градска на СДСМ, ако треба да му се прави политичка кариера. А тоа не сум знаел. Има работи. Како? Не, има работи. Од јас него барех многу него, не ми пишуваше. Имам 50 сати снимени материјали со Киро Глигоров. И нова публика, и новој народ треба дозирано да и се дава вистината, бидејќи ако претерано им се даде вистината, мора да се оди. Нема да знае да ја дайджестира.
ние мора атентатот на Киро Григоров да го истераме до крај. До крај се согласувам. Ако сакаме држава да има. И некои шарлатани Нешто. ќе ни се јавуваат Не, бе, ќе и се ќе ни старее. кажуваат како пишува Стојанандов, ми рече еден човек се сретнавме у Париз. Ќе Кој застарее, човек? слушај, Кој ќе човек? застарее. Па 40 години ќе се направи. Следи друго. Што, ако има обвинител, сите збориме за Киро Григоров. Јас, ти, други новинари, Знаете ова сега дека конференција што се одржа, дека- Канал 77 дека- Штип, дека- обвинителот дава на сите покани, дека структурите на И дојдете дека да ни се структурите- слуша. Дека структурите на мултигруп ги користеа канцеларите на Југоскандик во Скопје. ништо чудно. Ги користеа канцеларите на Могуќе. Југоскандик во Не знаев Скопје. дека јас да ето, Да. отија онес живе од социјална помош. Вика дека е сиромашен, дека останал без пари и така натаму. Смедерево живее в некој село. Овој Јас за чие ќе го сликам. овој Дуги Лејновиќ. Убико. Тој е истиот Дуги Лејновиќ кој пред 2 години 3 го спомнувавте во хотел Јадран во Тоа е. она кавга со штерио Тоа нака. е. Тоа е. И него го убива, Леге го уби, ако сакаш. Не го Леге уби, не го рече да го убијат. Климна со глава. Он климна на браќа Симовиќ, убиците на Земунскиот клан го убија. Браќата, едни го водеше, друга го уби преку Србија, со телефон в раце. Добро, И знаеш, вика, овој малио, поскочил сам да ga убием. браќа Симовиќ мислам дека беа, Опасни. дека браќа Симовиќ беа. Александар и Милош бе, јас знам Да, кој се. браќа Симовиќ кажува дека може би погрешка Звездан Ивановиќ го има убиено Дарко Ашани. Значи тоа е еден дел на исказ таму што го дават пред специјал. Не. Обвинител сум, не велам дека е точно е, криминалците некогаш знаат да излажат, да кажат невистина и така. Балистиката која се прави. Добро. Звездан е левак, а деснучар го убилаш. Добро. Ето зашто са. Десничар, така? Да. Добро. Зашто се кара Штерио Наков и Дуги Лејновиќ? Затоа што му зима, Фрчко дава наредба да се сопре ембаргото на возовите. Некој се жалел во овие обруфорци тука, дека те кршиме ембаргото. И он дава наредба на Штерио, и он нема што да прави, не може да оди возо, а Штерио мора да испразни вагоните. И он што прави? Истовара нафтата во складовето на Макпетрол, на државните складове, за да врати возо назад, пошто не може да оди на Ристовац за Србија, да оди на Грција да товара друга нафта. Оти луѓето платиле нафтата, платиле транзито. Ја чекат. Не, они ја чекаа, они се платили. Дуго му платил на Штерио 165.000 по воз. И ја платил нафтата на Мамидакис во Грција. Мора да ја претера. Оти она препродава. Ако не платиш ти, там гинат луѓе на ратиштето. Ќе те убијат. Тоа не е играчка која правиш за време на војна која тргуваш. Тоа е големи ризици. И може да ти одлета главата. И тоа се случува во хотел Јадран. Да, и она Штерио му вика, маму ти ебе, мубичу ти вади му колто. Ти го тебаше, а јас носех, сегашно со оружје. И вика, Пистол. мај лајави, учути, вика, убери се, убичу ти, вика, ко пичка, шта очиш ти? Ти си у Македонија. Со пиштол Колт. Он кол држеше, а јас ЦЗС. И тоа ми е поклон од конструктору на застава. Поклон Филипови, поклон ми е. Кромиран фабрично. Фабрично кромиран. Со што заслужите да го поклони? Па затоа што, па гледај, па ти вика, јас сум секаде добар. Раѓунскиот центар го правех на застава. Директор на теретна возила застава Краговец на жена ми Вујко. А другиот му брат му беше градоначалник тогаш на Краговец. Тоа. Пред 90-та година збор. После Мицич дојде во Милано генерален консул, кој живеех во Милано. Генерал не е на застава. Нели го тргна, го пратија конзул. Прво на мен се јави. Ај вака да логицираме малце. Не велам дека сме во право, него да се обидиме да логицираме. Добро. Велите Јово Поповиќ имал 3 средби со вас и една средба без вас со Киро Григоров. 2 со мене, една сам. Главниот- може да били пред тоа. Главниот играч Пази, може да бил пред тоа. Може Дичев да го е водил. може. Значи, главниот играч на Удба, после Крцун и после Ранковиќ, чика, како го викате,
Чикабата Борисавлевич. Чикабата Борисавлевич Борисавлевич. е во Скопје. Да. Тука е Пера Опачич, тука е Дуги? Лејновиќ. Значи имат канцеларии во Се просториите има, на кај центро, Смиленски, кај Смиленски, така натаму и така натаму. Се им дава методи Смиленски, он работи за КОС. Ви това што сте знали. Кој тебе ќе те стави директор на државните резерви на Југославија да си, а да не си Дири. Това не постои. Како што викам, не може Јордан Мијалков да е представник на Мако Тесак в Чегословачка, ако не е службеник на ДБ. Дали е КОС, дали е државна безбедност, исто. И он е работил за служби. Поради Мето Смиленски, аферата со Експорт-импорт банка во затвор завршува поранешниот гувернер на Народна банка на Македонија, Љубе Трпески. Видите, значи говориме за сериозни играчи. Така е, бе, така е. Близок пријател со поранешниот гувернер на Народна банка. Да, така е. Исто така. од Берово. Добро го пушти, човек. Мето Смиленски од Берово ли е? Не, он е учил в Берово гимназија, таква економска гимназија, интернат. Од каде е? Берово, јас мислам на Делчевско. Од Делчевско е. Од таме. Значи- Sad дали од Црник следи? Значи Малешевијата. Могуче да е и од Црник, од село до Пекче, првото. Значи Не сум проверен, тука е. Наши. од Малешевијата. Наши Малешевијата. Од Делчево Малешевијата. И Берово и Пекче. Тука Значи е. Томо, шверцот оди. Да. Значи шверцот оди. Киро Глигоров има рейтинг, но нема мок да го спречи тој Не шверц. може. Тие му вика од Упрофор, што правиш, Да. правиш, он не може, он е во години човеко. И тие му претат. Тоа значи дека Прети му Фрчко, прети му Бранко. Он од них не е знал тоа глава значи да дека дигне. ако ова Пера Опачич екипа учествува не поради тоа што го блокира Глигоров шверцот, туку да им се додвори на одредени политички структури или да им помогне Да го на наплашат само, се следи. Глигоров. Но не е бил целта, таргет да го убијат. Затоа е слаба бомбата. Он е бил таргет да го уплашат, да не се меша во ембаргото и да дигне раце. И да отступи. Викали се му да си поднесе оставка, лично ми има кажано на мене председатело, оди го е страх било од Фрчко и од Бранко, оди се му викали во негово кабинет да си поднесе оставка и да се тргне од политичката сцена. Томо, јас мислам дека малку ги мешаат годините. Тие говорат за 94-95 почетокот, но има таква средба кога Милјовски како подпредседател на СДСМ оди кај Киро Глигоров, ама тоа е веќе 96-та година после атентатот за оставка на Глигоров. Слушай, Мислам дека ги мешаат малце години. Не и меша, јас ти зборам, онда беше што ми вика, пред атентатот. Која на мен ми вика, и да Силвана која е рекол, кажи му на Беровчанецо да престане да не пиша, Да не заврши оди ко ќе го мене. направат дупка кад на мене. Добро. Ќе го убијат, викам. И јас после го видов, да ти кажа, па ја сретнав баба Нада во Јукан, тука е национал кафаната. Од Јукан се тука влегуваше. Добро, да. И онака ме виде, гушлаве. Викам, ајде спием кафе. И јас се зачуди ка пие кафе с баба Нада Глигорова кај него на тераса. Аз со газдата на национал. Да. На национал. И она синко, ка ми вика, после ми вика, абе шо, да не ти е родина, па добро, ви сте од таму, викам, не сме родина, ама пријатели сме, викам. Томо, може ли да излечиме некоја теза дека таа валкана енергија, пари, луѓе, мешавина на криминал, на бизнис, на државни, како финалето да го има во убиството на ова девиче, Вања Ѓорчевска? Не можеме. Зошто? Види, моje мисли. Секој има своje мисли. Јас мисля оти детето убиено од изнуда. Сигурно они, пошто Манчо многу пари взимаше на царина. Не само од мене, а кај се другите. Тоа се многу пари. Како ги Сигурно сакал да изнуди пари од него, он чуваше пари на кипа, само не знаеме како, што. Види, он пари тука не имал. Не може да нема пари кога ти неделно взимаш 100.000. Не им дале информации кипарските власти, Не побарале дава, од следи са. Обвинителството за борба против организиран не. криминал, побарале што ја водат са искрадата и овие не им дале Ние не информации. сме држава, тоа што ти викам. Ние додека не расчистиме дубоката држава. Да беше жива Борка Вучички, им најдеше информации, Да. бидејќи таа ги формираше банките на Следи Кипар. добро. Ние мора да го расчистиме атентатот. Оти по него, јас пишу од 2003-та,
Оти истото може се следи уво, да му се деси и на Борис Трајковски, еве во вестник кој. И се случи, падна авиони. Падна Кингеров. Знаете дека во наредните 2 години, после несреќата во Мостар, некои велат атентатот, пишувам. Несреќата, 20 или 3 од тие французи кои се во контролата на летот, 3 се били. Завршуват мртви. Могуче не знам. Сите. Јас знам оти утрената ги дига. Сите 3 завршуват мртви. Значи има pouzdани информации од контробештајна служба, оти ги них дига. Од Босна и Херцеговина со хеликоптер па на авион и за Франција. Зашто? Франција и Босна напишале договор дека ако некој направи бела, одговара по законот на Франција. Не одговара по законот на Босна и Херцеговина. Како кај најслучајот што беше овој норвежането што водеше за Велес супротно. Да, луѓето никому ништо. Со Раде Стојковски го зема, го пренесува. Исто. Во Шведска или каде беше Скандинавија. Не, истото е тоа. Истото. Они го дигаа него. Да. Па еве ти исти случај сега. Што са Макрон бара мајка му да се он меша француски преговор со Бугарија, француски предлог. Што? Значи Франција никаш не е била пријател на Македонија. И ние треба веќе да расчистиме, треба да си најдеме кои се држави пријатели на Македонија, с тие да се дружиме. Но на сред... Англија и Франција не се пријатели на Македонија. На она средба кој имавме со Слободан Богоевски, тој ти покаже една фотографија на човекот кој го купил Ами-8 на пазарот во Крива Паланка. Јас не го познам тој човек, следи ми добро. И добро некој не знам. Сега, брати... Ама следи, он ми покажа слика што личи на еден Кубановец. Ама не е тој, јас го знам човек. Дека наводно бил во Франција, дека бил виден во Франција. Нема врска, тоа е милиција, тоа е дубока држава која не можеш да го провериш. Он треба престане да не лута Богоевски, а не да гради. Братучот му на Љупчо Палевски Палчо кажува 2 тези во она емисија на Стадион. Добро. Кај Столе Наумов. Првата теза дека Ами-8 го купува маж висок 1,86 87, кој говори со босански нагласок. Дека тој живее во Скопје, дека тие се среќават и разменуваат куртуазни неколку реченици. Дека блондинка жена ја дотерува колата или и она паркирава. Ја паркира колата тука пред хотелот Тоа е измислена версија. Сега ако има обвинител, кани го него. Веројатно алудираше на господјата која ја спомнавме во претходната емисија, она аферата со кокаинот во Поликолор. Тоа е некаква пак афера на Фрчковски, Бранко Црвенковски. Јас тоа го дефинирам како намерен обид да се дефокусира истрагата. Види Васко, јас лично познавам Станислава Чачоровска. Не спомнувавме, нели? Го знам. И мажој, он беше возач на Желко. Се обидува тука да направат некаков... Он е бивши тигар, Аркановец. Деков фокус. Синче има, вика се Лука. На свадбата ја плати Желко. Па овој Доревски. И што сака сега? Овој Доревски кој е човек на Павле Теренов, како го нарекол Павле Теренов, Кисинџер на македонската политичка сцена, ке Жана Лупевска во Кот, дефокусира дека Дарка Ашанин бил фотороботот на атентатот. Лаже тој. Тој лажов, треба да он има среќа, оти не е дошло на некои луѓе што са роднина на Дарко Ашанин Црна Гора да го утепаат тука, да ќе види мајка му. Не можеш да лажеш. Нема да си играш со фамилиите. Друго, Павле Теренов, друго што треба да каже. Па како вели? Еве тие дубока држава. Он има дадено интервју за сведок. 6 страни. Дрогата од МВР ја изнесува инспекторите. Што значи тоа? И не одговараш. И се вела другата била министер. Тоа била органска и била растурена, не можела да се користи. Тоа го кажуваат сега пред 10 дена. Ден пред да нестане Петри Таме. Јас сум кај Славе били на тераса до канцона. Джаром ќе ме части, оти го спасих од овие србите, да не го утепа. И Славе прави зајак во Тиква. Зајак во Тиква. Само за мене и за Джаровски. Ама јас сум поведен беровчанец, со мене така, другар мој.
И Ѓаро вика, ама сад ќе дојат и Петрит и Мики Пешич. Викам, они тука не може да седнат. Мики Пешич? Од Црна Гора Миленико на Пулено на Данчо Шутуров. Што тераше, што Аме до Компир веранда. возеше цигари. Он живееше... Он не е возил. Карши центарот за странскија до веранда. До веранда бе. До веранда, тука беше кираџија. Јас му давах цигари, му Така дека е. цигари. До кираџија беше. Одека кај него цигари. Така е. Нема ништо. Така да Кај Славе Билбил го гледате... и доаѓа Петрит. Петрит Аме. И Ѓаро им вика, седнете. Викам, Шиптаро не може да седи тука. Он добро знае. Ма си колку сакаш. А Мики ми вика, ер Богу ја, вика, може да ми седнеш на она ствар. Абрши на телема. И они влегува внатре. И Ѓаро ми вика, са и гледа, кога ќе излезат од тоалетите, очите им се како бухове, знаеш, бух на живот. Да. О, како бе? Па вика, другираа се и двата. Шмркнали са кокаин. И Пешич, И Мики и Петрит. Петрит Аме. И Шипторо искача Петрит и ми вика, Албанецот. ама јас слушам, тропка ми смета, ти јас бада му. Викам, у мене не тропка, у мене има метак од цеви увек. И да знаеш, сегаш носам оружје со метак од цевка, од коче. Секогаш спија на него, под јастуко ми, са не спија. Ама е па до мене. Ама метак во цев имам и од коче. И најмалку в оквир има 15 комада. Зависи шо користат. И Шиптеров вика, ти ќе видиш. Албанецот, ајде да... Не, извини. Ке реагира? Пази, он е албанец од Албанија. Ама, томо бе, ке реагира, ти сега Гледај, толку извини, добра емисија, интервјуа сега да ги... Пази, он не е албанец од Македонија, Да, он е окей. албанец од... Добро, И доселен во... Знам кој брат му јас. добро. Во Берово имаме жена што е мажена од истото село. Каде? Мажена е за... Во Дебра ли се? А Кај се? не, во едно село, она е мажена за Беровчанец, прав. Добро. Она беше албанка и се прекрсти. Ја банаше поповите во Брегалница. Доревски вели дека Аркан е број 1, Дарко Ашанин е број 2 и број 3 во белградското или во српското подземје е Петрит Аме. Тоа е толку висока Една фигура. држава кој има обвинител, ти збориш така, во центар. Не. Тој е таму. Ајде, вало. Океј, еве вие ги знаете, толку високо у хиерархијата на подземјето котирал Петрит Аме? Не, он си се сам рекламираше. Не е толку котирал. Она кој котирал високо во подземјето. Албанците на Косово го жив запалија во бунар. Да знаеш тоа Тоа се шпекулации. Не е шпекулација, дека кажат дека е жив. Како жена му живее со Слободна Костовски? Сакаш нешто да кажем, сега ќе кажем во емисија. Слободан Костовски во Белград дојде пред 2 месеца. Што беше во Јужна Америка. Затвор што беше. Жена му на Петрит живее со него таму. Кола е тука. 2 ме кога јас бех, ало. Васко, слушаш ли ме? Кога снимав сега кај Марич, дан од дан. Слободан Костовски во Белград. Ме разва сега. Коле ми е на мен пријател од Белгија. Томо, и сега, тие пари што се направени во ембаргото, кои завршуваат преку царина, во политички структури... Колку станови има? Кажи еден царинар кој нема 3 стана. Идва 300.000 пари. Тие се основа на политички пресметки, на криминал... На првите форми на правење на криминал во Македонија почнаа таму. Од царината? Не. Првите форми на криминал се сегаш појавува кога снемува пари. Кога сиромаштијата куца на врата. И од бесотија. Значи има многу деца на богати луѓе во Македонија кои се наркомани. Само за тоа не се збори. И тоа многу богати. Сега дрогата на мода. Никога нема пари за да си купиш управи, прави криминал. И тоа го. Добро, вие сте поминувале со шлепери, со царини, со цигари, со се. Никаш не сам пробувал. Како може 5 тона канабис? Може, ева. А царината македонска да не знае? Значи, кога одиш, кога товараш роба в Македонија, било каде. Добро. Ти одиш на терминал. Мора да идиш. Ви правили некој царинска декларација? Следимо, да. Ви проверували некој? Тоа ти викам, одиш Ви на терминал. печатирали некој? Подиш кај шпедитор.
Он прави документи. Вика царинарник. Да прегледа робата за да пломбира камионот. Како е пломбиран камион? Во Македонија нека да одговорат. Каков си ти царинарник да пломбираш јастуци, ако е тоа истина, кога во Македонија нема производјачи на јастуци? Објасни ми. Па на крај Лечка роба. ке провериш. Ама чекай, нема, ако е јастуци. Ние немаме производство на јастуци. Јас сум водел царина. Влегува камион, празен и полн. И ти го мериш. Тоа Камион. е вага. Он мора да иде на вага. Ама мора да иде. Ама следи, ако е лечка роба, јастуци, вика. Еми сега канабис, полн камион и полн камион јастуци не тежи истото, ама... Истот. Марихуаната исто. е лечка, слушај ме. Да. Ама они се напишали дека е тоа. Добро. Следи, јас сум товарал цигари како памперс. Добро. Така И си ги минеш. добро. Така е. Како памперс. Тоа сам е. Знаат рачиновци. Они товараш, јас минех. Имаше со рачиново бизниси? Има, како нема. Со кого работеше во рачиново? И со риза, и со нори, и така натаму. И како плаќаат? Најкоректно. Најкоректни момци. Со цигари со нив. Да. И они си тераши за Босна, нема тука ништо. Многу коректни момци, многу. Имаше и крави едно време, 100 крави. Парите на нерезидентна сметка ги чуваш во една банка, нели да не Во спомнуваме. комерцијална банка, тоа до мосто што беа до реката Бартар. Во времето на Ацо Маневски. Там чува, не, времето на Хари Костов. Не, Хари Костов е 97 година. Аха. Ацо Па Маневски... и тогаш карахме цигари, што ти не знаеш. Може и тогаш, можеме за ембаргото, Баш 97-98. Добро, еве 97-98. Значи ембарго немаше веќе, така? Добро, си ги чувал комерцијална банка. Да, а рачиновското лоби сите пари там чуваше. Па знаат они кај да ги чуват. Па тако дека и Знаат. чуј кај доста 99 година да нудам за кампањата на Борис Трајковски. Колку плативте? Не Еве, плативме, не одбија. во одбија? Не одбија. Шо и като ова е удба, Не, она ова вика не ова може. е кос, ова е Еве кос. премиеров и Шо ќе каже премиерот? да, и он ништо не кажа. И Љубе вика, гледа колку сме улави, место да караме парите, оти ние не ги оставаме цигарите тука. Реекспорт. И че имаме пари за кампањата, че има пари во партијата. И не се сложија и не побиравме. И тогаш на рачиноци ми вика, ти барем стигна до них, ние не можехме да стигнеме. Да стигнеме. Да. Тоа е истината. Значи, ние мора да расчистиме атентатот на Кирил Григоров. Тому сакаме да За да расчистиме и атентатот на Борис Трајковски. Зошто? Цитирам го Борис Трајковски. Грешката е на навигацијата на авиони. Пази, они имаат таков систем, пошто него контрола лета него наводи. Војните, француски батаљон го наводи и он на екране не може да види дали е млазен авион или е на моторе, пропелер. И он кога го е навел на 326, а он е бил на 336, на француски го наводи. Троасан Венсис, значи 326, и Троасан Трансис, 336. Знаеш колко е слично? И пилотот го е ставил на тоа. 10 степена в авиацијата е убиство. Падаш, руши се авионе. И кога паѓа авионе, вистина е тоа што го велат луѓето во Сараево, и таму на местото на падањето на авионе, дека са били живи. Јас го пасош објавих, затоа што ми дадоа они слика од таму. Јас не сум бил таму, кај пада авион. Јас го објавив, го имам во сведок. Како изгорело е се пасошо е. Не. Значи, упрофор, квор. Ние посери мештаните кажува, дека ги допалувал, ги горел, за да го уништат доказите. Таа Братиславска врска, Словачка, која Панде Колемишевски пред 2, односно пред 3 недели кажуваше тука во емисијата, која е прва објавена на програма на Македонско радио. И со таа често се врзува Братиславска врска со ова групација на Грчец. Аслан Нуиши, познат како Бос, го дава тој неблендиран Мерцедес на Киро Глигоров. Нели се врзав со името на Сашо Мелков? Нели Сашо Мелков учествувал во атентатот на Глигоров, но нели Братиславска врска. Но
да бидеме фери коректни, во време на Мијалков Грча станува фактор. Грча биле извршители. На Јордан Мијалков ли изврши? На Сашо Мијалков. На Сашо или на Јордан? На Сашо Мијалков. Кланот Грча станува полека најмоќен клан. И против Барон, и Дукјанџик, и... Окей. Види сега. Може би они имаа нешто заедничко, таму беше и Сашо, така ли? Па, Панда Колимишевски вели, јас тоа сум ја немал информација. Ја немала, не му одговара, глесан. Јас нешто на кој ми одговара, викам немама. Да. Искрен да бида. Да. Нешто ако ме прашаш за негде, ќе викам не знам. Не, јас сум ја немал информацијата, не велам дека не е точна. Дели во него емисии го споменувам јас Мијалков. Да. Он е прљав играч. Еве. Значи, он на мене, за мене е човек кој не си држи до зборот. Ни он, ни Никола Груевски. Значи, јас сведок после беше влезе во нивна шема како да му направиме пато на Груевски да победи на изборите. И единствен медиум беше сведок. Само јас го поддржувах Никола Груевски. И Кедев кампања. Нели беше кандидат за председател. 2004 така. И Гордана Јанкуловска доди во Плаза, имах бутик јас и во Битола бутици имах. Требаше да ми донесе 5000, 2 по 5000, оти каснеаше, да давам на новинарите пари. Додат на терен, да работат, аванси да им давам. Ден Дончев тога напушти партијата и ме викна во Трач. И ми вика, дојди, одех, вика, шефе, пари немам, баре си од Сашо. Веќе не сум секретар на партија, дадох си оставка. Да те прашам, вика, нешто, што си ти, лупчовист или груевист? Јас му викам, нит сум груевист, нит сум лупчовист. Јас сум член на партија, гале ми е кој че, не се бора за функција. И си отиди. Вика, Гордана Јанкуловска ќе те сервисира. Она е сега ВД, секретар на ВМРО ДПМН. Она дојде во Плаза, 2004 година, ние сме опозиција и 2003 и 2004. И вика, председателот ме прати да ви каже, оти ние немаме повеќе пари, гаси го вестникот. Нели дојдоа после на власт? Зашто не ме повикаа да речат толку пари искрадаа од државата, да ти надоместиме штетата барем. Не мора печалба, ништо од тоа. Значи нема од политичарите, не чекај да си го држат споро. Тоа е пропала банда. Трула држава, дубока држава. Трула држава. И да завршиме, Томо. Која е длабока држава во Македонија? Сите се, од теорица сите корумпирани. И сад ти доеш на власт и му викаш, ела, там е крал, фактурирал. Износат преку царината, највеќе се краде на царина. Царини рек Битола. Река, ба чекај, тука и УЕП дава ти пари какви искаш. Лотарија, исто. Јавни предпријатија има такви. Тука се украдува 1 милиарда. Рек Битола, царинаница на Македонија, лотарија на Македонија. 50 милиона лани пари. Кај си? Еве сега, там се водат 30 души на плата, а не одат на работа. Запослени немаа канцелари. Иди во зградата на телевизија, нема кај да седат. Тоа ли е држава? Разбираш ли ме? Не може државна фирма да плаќа. Има ли длабока држава Македонија? Има, сите се во неа, олигарсите. Сите. Олигархијата. Од сите ги тури. Оние еден на друг очи не си вадат, да знаеш. И кога дое ред да пропадне некој од нив, оградуваа се, остават го да тоне. Кога јебе, кад не зна шта ради. Само Трифон Костовски пропадна. Просто. Он нели пропадна со банката, човеко. Да. Обвинија го за перење на пари, венецуелските пари. Истина е тоа, да знаеш тоа. Како одеднаш на него 110 милиона му дојдоа на сметка плати? Од Венецуела? Не, од
Хонг-Конг или Сингапур. Негови се тие пари? Сигурно, не са мои. И не одговара. Они са тужи, они не одговара. Народна банка мирува. Што е Народна банка? Перална за пари. Обвинителство не работи. Зашто? Детето ми таму работи, внука ми таму работи, зето работи таму, сестра ми онаму. Расторена за сарма сделка. Се вика тоа Македонија. Томо, знаеш тоа? сати 54 минути. Фала Така многу. да, Живи, здрави. Живи, здрави до следниот. Следната сезона се гледаме. Така. Поздрав. Поздрав. Ова беше емисијата во Центар, вториот дел на интервјуто со Тома Аврамски. Јас се надам дека уживавте во ова интервју, трае 4 часа, поделено е на 2 дела, отворивме многу прашања, отворивме многу работи, кажавме многу работи, можете самите да си го направите мозаикот, да си ги склопите коцките, што се случувало и што се случува во Република Македонија. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, вторник 22 часот и 30 минути, вонредна политичка анализа, за тие кои се мембарси на YouTube каналот Васко Ефтов, ново интервју недела во 22 часот, до вторник и недела, пријатна вечер Македонија, каде да си.